Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи по наредните некаде 1 час и 53-54 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве ги материјалите за овој интервју. Јовица Страшевски, адвокат на Лјупчо Палевски Палчо, доживотен затвор потврдено на апелациониот суд во Скопје, значи втора пресуда доживотен затвор, адвокат на Гани Марко или Гани Туша, клан Барон, клан Бела Ноца, пулс повеќе од 60 жртви, адвокат на собственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон, која беше клучна во некои политички пресметки тука во Република Македонија, значи 3 топ случаи, 3 топ имиња, нели, каде што вие може да бидете адвокат и 3 топ основи за едно одлично интервју со Јовица Страшевски. Пред да го погледнете интервјуто, стиснете лайк, стиснете subscribe на YouTube каналот Васко Евтов, за да можете на време да ги добивате сите информации. Станете мембарс на емисијата во Центар, секој вторник анализи 22 часот и 30 минути. Останете со нас, одлично интервју, да ми верувате, нема да зажалите. Добро вечер, Јовица Страшевски. Добро вечер. Како сте? Добро, вие како сте? Некаде мај, односно април 2025 година гостувавте, тогаш беше во финалето случајот Лјупчо Палевски Палчо. Пред една недела и апелациониот суд ја потврди пресудата 1 година, односно доживотна затворска казна. Очекувавте ли? Искрено не. Гледам, сега сте сменили имидж, брада сте пуштиле. Се плашите ке ве препознаат по улица, па можат нешто да ве нападнат, да ве Не, ова беше... да ве тепат, бидејќи реално фативте да браните еден условно речено монструм. Јавноста беше против вас, јавноста инсистираше, сакаше доживотна казна и така натаму и така натаму. Вака, јас бранам во последниве години, почнувајќи од случаите од СЕО, значи и некои други поголеми предмети што се во државава, тоа е и пулс, сега настанот што беше покочени, пода Барон Бела Ноца претходно ги бране во претходниот предмет, ТНТ случаите ги имав, така да тоа е моја професионална работа. Јас лично не сум поврзан нити со Лјупчо Палевски, нити со било кој од останатите, меѓутоа... Јовица, така е... Нашата работа е да го застапиме правната процедура во предметите. Така е, но сите овие случаи, и Пулс, и ТНТ, и Бела Ноца, и Гани Туша, и така натаму, ни приближно не ја констернираа македонската јавност до тоа ниво како Лјупчо Палевски. Македонската јавност беше така крената на нозе, така згрозена од грозоморниот чин, и вие всушност со прст во око на таа македонска јавност. Јас дури видов како овој човек остана жив и здрав. Некој нешто да не му направи, гледам сега и сте смениле, паметно од ваша страна, да не ве препознат. Сега после емисијата повторно ќе треба имидж да смените, бидејќи вака ќе ве барат. Не, за сменување на имиджот значи беше по инсистирање на черката и на сопругата, така да... Паметни викат, смени имидж да не ти степа, да не те згазат. Не, неколку година останав така, да кажам, еве, неизвлечен и по нивно инсистирање дека Јовица, по-добро. Тешко се брани монструм на суд? Вака да ви кажам, нема омилен или неомилен лик. Или омилен или неомилен. Добро, во еден момент не рековте овој човек уби дете и човек, ајде, нели, човекот Панче Чижовски, и има такви примери во македонската јавност, значи изминатите 30, 40, 50 години, меѓутоа овде кај Вања Грчевска тоа е еден екстремен случај. Киднапирање, па ја бара цела македонска и така натаму. Одеднаш кога Оливер Спасовски го соопштува името на Лјупчо Палевски Палчо, целата енергија, целиот бес се сконцентрира на него. Правдата во државава не треба да се формира преку Facebook, преку изјави, преку медиуми, преку настапи на некои подкасти. Треба правдата да се докаже, односно вината или невината во судница. Ве уште, значи, верувате дека е невина? Јас ви кажам, во овој случај се вклучив, откако ги видов доказите кои беа доставени како обвинет на Палчо во затворот, бев со полномошно ги разгледав и до ден денес тврдам дека јас конкретен доказ не видов. Нема мотив, нема најдено оружје, нема точно како и на кој начин е извршено. Обдукциите се разликуваат од она што го пишува во обвинението. Имавме некаде пред 1 година и 2-3 месеци интервју, па имавме и со другите адвокати, голем дел нели од реконструкцијата имавме направено.
Тама всушност висеа 2 или 3 моментуми, мотивот се обиде обвинителството да го објасни дека изнуда на пари и така натаму. Второ, оружјето, па добро, еве сега со укинување на казната на таткото, односно ослободувањето и враќањето на повторно судење, тие се обидуваат нели да го дообјаснат, да го дефинират, да го дефинират мотивот. Значи второто беше моторолите. Значи обвинението е исто. Беше моторолите. И за таткото и за овие четворици. И третото, исти се доказите. И третото правно неиздржано е да ги раздвоиш. Беше дека нема оружје. На завршниот збор пред основниот кривичен суд, еден од обвинетите кажа како е тоа оружје или пакетот, како го дефинира, како кажува, како е мој јавен Лјупчо Палевски Палчо и даде на вработен во Народна банка тоа да биде уништено. Но очекувавте ли доживотна затворска казна? Искрено очекував заради тоа што, пак ви кажувам, правдата не се задоволуваат со Facebook, со медиум или мислење на некој што ќе напише на Facebook. Или на било кој од порталите, или било на која изјава што ќе ја дадат. Правдата треба обвинителството, обвинението да го докаже во судница, во овој случај немаше такво нешто, тврдам, и уште сум на ставот дека обвинителството нити си ја изработило и пред истрагата што е водела МВР и обвинителството не ја имаат сработена работата како треба, за да се дојде до конкретни податоци кои тоа го има извршено. Вие всушност го спасивте Палчо, дака кове слушам, бидејќи ако не бевте вие, Палчо ќе беше на смртна казна осуден. Вие сега го спасивте и сега осуден само на доживотна. Вака, Лјупчо Палевски, мислам дека премногу и важност му се дава во држава. Па нема смртна казна. Во неколку емисии кајва се зборува со некои од соговорниците и некои други по медиуми, по портали ве гледам даваат премногу важност. Ама и треба да се даде важност. Нема се. По мене не. Не, треба да се даде важност. Бидејќи ние треба да зборуваме за правни аргументи и она што е како доказ. Не зборуваме за ликот и делото на Палчо. Палчо тоа треба да трне. Тоа е еден мутант. Тоа е еден мутант, не мислам на Лјупчо Палевски, туку на еден процес кој 34-5 години поминуваше под радарот. На служби, на држава, на закони, на законитост, на се. По појавата на социјалните мрежи или по експлозијата на социјалните мрежи, вие еден дел од наративот на Лјупчо Палевски Палчо, вие денес одомаќен, што се вели дека државата без разлика што го осудила на доживотна казна им е изгубена во наводници битката со Лјупчо Палевски Палчо. Окултна олигархија, формулации многу слични на руската пропаганда и така натаму и така натаму. Гледате, од еден мал опсек и Facebook му укинуваше и правеше и не многу гледана емисија на YouTube и така натаму. Вокабуларот и наративот на Лјупчо Палевски Палчо и денес доминира во тој нихилистички дел на македонската јавност. Тоа е многу сериозен проблем и многу мутантен еден концепт, конгломерат направен. Затоа мислам дека ова држава и не ја искористи таа случка за да може да не да расчисти, туку да се справи со тие процеси. Да ги вентилира. Моje мислење е ако јавното обвинителство кажува дека некој го криел Палчо, избегал, му дозволиле или без разлика еве и во случајот што е сега барон Беланоца. Добро. Таму имаме изјава официјална дека МВР, државни служби, органи, луѓе вработени таму работеле, давале информации, спречувале истраги. Еден не видов обвинет. Давале на Гани Туша. На Гани, на сите од барон Беланоца, давале информации, прикривале траги. Вие сте адвокат на Гани Туша. Значи Гани Марко сега, да. Гани Марко. Се извинувам, Гани Марко нели од кој се враќа? Ако тие цела држава работела за ним, па ние сме канта држава. Да. Значи швајцарско сирење. Па добро, не сте далеко од вистината. Кога гледате еден случај на суд, втор случај, трет случај, полиција, полоси и така натаму и така натаму. Затоа постои обвинителството, ние за жал покажавме одредена некапацитетност да се справиме со тие работи. Затоа ја зајавам, го спасивте Лјупчо Палевски Палчо. Ако цела држава работела за Палчо или за Гани, тогаш ние не сме држава. Ако не бевте вие, тогаш Лјупчо Палевски Палчо може да му кажете дека е имал смртна казна. Бидејќи нема во македонскиот за фарканцијата, бидејќи нема во македонскиот закон, тогаш може да му кажете дека ова доживотна казна што му е на Лјупчо Палевски Палчо и не е така долга. Ако имал 30 години ќе било 50 години доживотна казна, ако има 62 ќе е 20 години доживотна казна, така што вие сте го спасиле. Помала доживотна казна сте му обезбедиле на Лјупчо Палевски Палчо. Видите, јас повторно че можам да потврдам пред цела јавност дека целиот процес нити е воден ни во истрагата, ни во предистрагата, нити и обвинителството, нити судската постапка е водена како треба. Ви плати ли пропусти има Палевски Палчо? Не. Не ви плати? Не.
Значи вие про боно го браните. Јас ви кажав дека немам Значи вие верувате во тоа и да не ви дава нешто од овие тантиеми книга сака да објавува, не. па вие да Не бидете сум издавани. разговарал на таа тема со него. Сте се видели ли со него? Вчера. И што вика ќе пише ли книга, бидејќи така Па говори, не така разговаравме на говори таа тема, по овие. разговаравме на ова што го објави од апелациониот суд. Му кажав ја мое мислење кој јавно го објави и во медиумите. Да. Дека е правно неиздржано како ќе го судат повторно таткото на Вања Александар со истите докази за кои во еден дел треба да кажат дека не е утврдена фактичката состојба со истите докази, а во друг дел да ја потврдува. Тоа е по мене правно неиздржано. Како бранител на Лјупчо Палевски, тоа е вашата официјална изјава, како бранител на Лјупчо Палевски, сметам дека одлуката на апелациониот суд е правно контрадикторна и отвора сериозни дилеми во однос на доследната примена на законот. Недозволиво е една единствена кривична постапка која се однесува на ист кривично правен настан, ист обвинителен акт и ист доказен материјал за еден обвинет, пресудата да биде укината поради утврдени недостатоци, укината бидејќи е ослободен од вина. Обвинението беше дека таткото дал на Палчо информации. Во самата пресуда може да видите дека Палчо го прашувал девојчето чиво е, дај ми телефон од родителите. Ако Палчо соработувал со таткото, немал потреба да го прашува девојчето, еве, во наводници пред настанот. Девојчето е најдено со лента на устата. Господине Страшевски, тие работи ги кажавте и во претходната емисија. Како разговарала со Палчо ако имала лента на устата? И веројатно многу нереалности. Да, и веројатно во секој судски предмет, и во Македонија, и надвор од Македонија, такви играри, игра на зборови или одредени и вербални не игра на зборови, тоа е пируети, обвинителството спрема докази, ние ги браниме, тоа е нашата. Еве вие употребувате дека една формулација кај што велите одбраната ќе ги искористи сите расположиви домашни и меѓународни правни средства за заштита на правата на обвинетиот и за обезбедување на правично судење во согласно со Уставот и Европската конвенција за човекови права. Така. Кај ќе се жалите, Белорусија или Русија? Не, до Европскиот суд за човекови права. Ни Русија, ни Белорусија. Сите правни средства ќе ги искористите. Јас очекувам дека во најмала рака Белорусија ќе се жалите. Белорусија да се вмеша, Белорусија не може во нашиот правен систем да се вмеша Белорусија или Русија, нели да ги оцени демократските стандарди. Јас ти тврдам и сега дека ако реално ја оценува постапката и законитоста на изведување на доказите, начинот на кој е тоа направено, дека ако без притисок на јавноста се суди, тој предмет процедурата е утната. Па нели Европска унија ќе се распадне? Кога слушавте Лјупчо Палевски Палчо. Нели е готова Европска унија? Види, ако сум бранител на Палчо, не значи дека ми е идеолог. Ама да се согласил тој ваш став да ги барате, да ги искористите сите меѓународни средства? Јас сум му кажал како бранител дека тие средства можеме да ги искористиме. Негова ќе биде последната одлука. Не, вие велите дефинитивно, не како можност. Мислам дека ќе ги искористиме, да, заради тоа што има искористи сите расположени домашни меѓународни правни средства за заштита така натаму. Државата не е држава ако суди во брза постапка под притисок на јавност. Државата е држава и е силна ако суди врз основа на докази и на доказен материјал. Не е битно дали ќе имаме 50 пресуди брзи под притисок на јавност или ќе имаме една која е целосно обезбедена со сите докази и докажано за да не утре нема никакви проблеми. Затоа ни се случуваат овие работи, да не добиваат на ќе ја бара правдата. Европски суд за човекови права и да плачаме енормно големи штети. Ќе ја бара правдата. А за тоа никој не одговара. Во судови на клетиот Запад, во таа Европска унија, која само што не се распаднала, Европа курва, како што ја пишуваш и така на... Видите, тоа го покажа целото лицемерие. И негово, и на обкружување, и на начин на размислување. Не ги слушајте луѓето што зборат. Гледате ги што прават. И такво салто мортале, кога цела кампања политичка и секаква животна, лична ја води против тој Запад, сака да бега во Белорусија, фатен на аеродром во Белград, пред да биде екстрадиран во Хрватска, тие ја ценат постапката. Да оди во Руската Федерација. Дали исправна или не? И одеднаш ќе се жали на суд за човекови права на тој проклет Запад или Европска унија која пропаднала. Видите, нели е тоа пораз? Нели е тоа пораз? Многу луѓе, многу постапки завршија еве и сега во последно време, каде што обвинителството
не успеа да докаже дека некои се виновни и за сето тоа се прат огромни трошоци во буџетот. Нити еден не му текна во држава да каже чекај да видиме, огромни суми на пари се плаќаат на адвокати за неуспехот на обвинители, да видиме како тие направиле штета на буџетот. И за тоа треба да има некоја одговорност. Господине Страшевски, кога вака правите одредена приказ на еден наратив, нема ништо обвинителството, нема ништо државата, ускратени права и така натаму, нели тогаш мора да дефинирате чива жртва е Лупчо Палевски Палчо. Кој, например, тоа му го пакува. Ајде, ако е невин, тоа нели го разговаравме именатата емисија, и не успеавме нели да се дообјасниме, нели или да се докажеме, кој реков добро, има две тела. Ако не е Лупчо Палевски Палчо, тогаш кој е тој што ги уби? Треба да обвинителството да го докаже. Лупчо Палевски Палчо во завршниот збор го обвини еден од обвинетите Боре Видевски дека тој пукал и дека пиштолот е негов, дека Палчо тука бил само воајер. Ако вие го слушате говорот на Палчо кажа дека од доставените докази што ги доставиле до него, негово мислење од тие докази дека е тоа. Имате два обвинети. Еве, поминува и на основен кривичен, поминува и на апелационен суд, и сите тие се осудени на доживотен затвор. Нема доживотен затвор 20 години, доживотен затвор 40. Со самата пресуда на апелација, пресудата не е правосилна, има право на жалба до врхот. Добро, не е спорно, меѓутоа говорам сега нели на тоа ниво, на веќе две инстанци помина. Меѓутоа вторава инстанца јас очекував, искрено и дадов изјава дека од тие процесни пропусти што се направени, суштествени повреди на постапката, а имаше минимум 50. Сакам само да ја демонтирам целата конструкција која правите. Предметот требаше да се укине. Вие велите уценети се, тепани се, изнудено од другите сведоци, односно од другите осомничени. Така ти ја кажа на судија. Значи, вие тоа го велите, дека, значи, тоа е наративот кој го правите. Ги малтретирале, ги тепале, или ги оценувале, или инветувале, поблага казна. Еве не добија поблага казна. Сите се осудени на доживотен затвор. Нема 40 или 20 години доживотен е доживотен затвор. Што ќе рече дека првиот мотив не постои. Второто велевте нема пиштол, нема оружје, Лупчо Палевски Палчо самиот барал, како велевте. Кажете им еден обвинет кој бара да биде вештачена чурата. Нема оружје, нема пиштол, како е, што е. Како можеш некого да обвинуваш за убиство, да не направиш основно парафинска ракавица, вештачење, да немаш оружјето? Во завршниот збор Велибор Манев, еден од обвинетите, кој исто така добива доживотна затворска казна, го споменува името на Зоран Давидков. Го споменува, значи јас никого не обвинувам, само цитирам, нели. Зоран Давидков вработен како техничко лице или лице за одржување во Народна банка на Република Македонија. Член на партијата Десна, тој беше уапсен и пуштен, мислам, после ништо не слушнавме што се случи. Па не слушнавме затоа што веројатно ништо не најдоа. Да најдеа нешто сигурно ќе го објавија. Како вели Велибор Манев, Лупчо Палевски Палчо му се јавува и вели пакетот дај му го на Зоран Давидков, тој да го уништи. На првата пресконференција на обвинителството и на МВР беа кажани дека се најдени два пиштоли. Кај се пиштоли? Тоа е во завршен збор. Значи оружјето Јас во мојот завршен збор презентирав дека според Велибор Манев џамија во Избегово се најдени ранец и два пиштоли. Му се дадени на за тоа во јавноста досега нема ништо слушнато. Медиумите не беше тој ранец од Давидков, што го спомнав јас кај најден. Медиумите шпекулира дека сопругата на Зоран Давидков е судија. Така е. И медиумите шпекулира дека партијата на власт има судски случај. Имот, име, презиме и така натаму, каде што судиката, сопруга на овој Зоран Давидков, е една од судиите кои треба да одлучува околу имотот на ВМРО. Како Велибор на толку чутек што јадел, како што кажа. Ама не, сајде. Не му текна година дена да го спомне Давидков. Значи му текна во завршен збор да каже и одеднаш издишува целиот балон. Не сакал да го каже, бил фамилиарен човек. Не, се го кажа, сви се презима. Народна банка, вработен, сопруга судика, значи не вади некој или не обвинува некој. По мене Велибор е личност на кој не може да му веруваш, може да каже што сака, тоа е негово мислење. Значи Велибор Манев без докази беше. Признава вина. Кишише Владко признава вина, вели не сум учествувал во убиството, но сум учествувал во
мицата или од киднапирањето на жртвите. Лјупчо Палевски Палчо го обвинува Боре Видевски. Боре Видевски е збунет што е обвинет од Лјупчо Палевски Палчо. Кога Велибор Манев го напаѓа Лјупчо Палевски Палчо, тој е зелен како гуштер во овие џунгли во Амазонија и таму еден со друг сите се обвинува дека се убици. Значи, Велибор и Кишишев има убиците се 5 различни изјави, како да не биле на настанок. Убиците се не можеш да им веруваш на во такви тој круг од четворица. Едните го обвинуваат Палчо, Палчо го обвинува Боре Видевски, овој го обвинува вработењето од Народна банка дека го уништи оружјето што е кривично дело, се извинувам, видите, тоа е кривично дело. Ама како да го докажеме дека тој го уништување на докаж на муабетот од Велибор? Јас очекував, ама може да му Велибор утре може да каже и за мене и за вас. Затоа ви го спомнав тоа. Правдата не се прави на муабет. Значи Велибор Манев треба докази уште на првото рочиште. Да одиме на судење. Значи Велибор Манев уште на првото рочиште вели. Го знам името на човекот што го уништи оружјето. Да. Велибор Манев пред крај на судењето, некаде 4-5 судења пред крај рече, го знам кој го има ранчето. Во нормална држава. Меѓутоа заради што е семеен човек не сака. А овие други не вели семеен. Во нормална држава. Еве не е на почетокот на средина. При крај на судењето. Еве и при крај. Во нормална држава. И во нормална држава никој не го викна Велибор, го чека 5 судења да поминат, да дојде завршен збор за да каже. Зашто јавно обвинителство одма не постави? Го прекинува рочиштето веднаш и го носи Велибор Манев. Овде некој не сакаше да биде до крај откриена таа истрага. Како доволно се овие 4. Почетокот на истрагата, да не прошириме нови 4. Постапка истражната и обвинението не е сработено никако. Јас и вие се разликуваме во тоа дека јас сметам дека овие 4 се замешани и дека се едно е да сметиме, друго е да докажеме правилно обвинети и тоа што јас и вие не согласуваме, јас сметам дека треба да се прошири кругот. И на татко, и на мајка ми, знам, и на вработено Народна банка, и на цела структура, и така натаму и така. Ако сакаме да бидеме држава, тој случај треба почнете одново и сите што ја воделе таа истрага пред истрага треба да бидат распитани и да се дојде до точно. Да не биде доживотна затворска казна, туку да биде доживотно судење според вас. Не како не ви се допаѓа? Ако ти немаш како не се допаѓа пресудата? Ајде одново ќе оправиме случајот. Не е проблем пресудата, не е проблем казната, процедурата. Јас сум како адвокат не судам, судот суди. Ама начинот на кој беа собрани доказите, изведени, не може обдукција да се разликува од обвинение. Добро. На претходната емисија не може да даде изјава. На претходната значи човек што е води операцијата во МВР дека копал со рација нашол Вања со трака на устата. А при тоа да се каже дека Палчо разговарал со Вања и барал податоци кој ти се татко мајка. А Палчо е имал целта. Тоа цело време го отишол директно да ја земе Вања и да ја утепа. Па како ја земал? Ја утепал? Го кажувате. А не знаел? И на претходната кога земат кога ја прашува која е. Од мноштвото на докази вие се сведовте на лентата која е залепена. Не е лентата. На претходното интервју го цитиравте Гоце Трајковски. Неколку недели после тоа Гоце Трајковски, односно 10 дена после тоа Гоце Трајковски дојде и гостуваше во емисија. Категорично го дефинираше ова друштво, овие 4 јавачи на апокалипсата. Тоа е мислење на Гоце, го дефинираше како картел. Полумексикански картел, мешавина на криминал и на политика, бидејќи имат формирана партија. Јас можам да мислам едно, ти друго, и тоа не значи дека ако имаме различни мислења дека треба да бидат прифатени. Тогаш ве поканив двајцата, Гоце Трајковски прифати дебата, вие не прифативте дебата со Гоце Трајковски. Не сум бил поканет со Гоце во емисија. Јас ве поканив. Не. Ма јас ве поканив. Вие ми кажете дека Гоце ќе гостува, ја можам кога сакам да гостувам. Јас ве сега не може пошто е притворен. Сега не може пошто е притворен. Јас ве поканив. Јас не бегам од тоа. Нема ми зашто да бегам. И не прифативте, добро. Не сум. Гоце Трајковски јавно ги обвинува овие четворица дека тие се извршители на делото. Одеднаш прекинавте да го цитирате и да го спомнувате Гоце Трајковски. Мене од Гоце Трајковски ми одговараше изјавата што ја даде во судот. Тој лично им каже на полицијата зошто ја баравте Вања на камерите ноќе, кога Вања тврдите дека е грабната са Вајле. Да. И одеднаш поголем мотив од тоа има. И одеднаш прекинавте. Не го спомнувате. Не го спомнам јавно. Не го правите и така натаму и така натаму. Мене ми одговараше исказот на Гоце што го даде пред судот. Не беше ништо лошо. Гоце ги нападна и тоа што е вистина што го зборувам дека тие му довериле на Гоце да ја водит истрагата. Гоце им давал информации.
Значи рачуне дека цела Мавара е неспособна и чекаат информации Гоце Трајковски да им даде за случајот. Господине Страшевски, нонсенс. ако е Лјупчо Палевски жртва, Не реков дека е жртва. добро, ако све му е натоварено, ако све му е направено. Не го кажав и така. така. Добро, еве што вие мислите? Зошто Лјупчо Палевски еве одбран, невин, како мајска роса, Види, како во тоа не момент? навлага. Јас сум адвокат, Зошто професионално Лјупчо Палевски би бил нема омилен или неомилен. Зошто Лјупчо Палевски Тоа ви е исто како вие во емисијата викате различни профили на луѓе и дали јас го сакам некој или не и по тоа треба да дадам оценка за вас. Значи не може во тоа да судиме. Ние сме адвокати и професионално ја работиме нашата работа. Јас сум таму за да ја пазам процедурата. Дали правилно се изведуваат доказите, дали тие докази имаат доказна вредност, немаат доказна вредност. Господине Страшевски, Тоа е мој. јас Не е тоа да го бранам Јас- Лјупчо Палевски или било кој. Јас- За мене сите што ги јас бранам се исти. не користам преписки во емисија, за разлика од други колеги, и тоа ќе морам да го цитирам за да не испадне дека јас Ако. велам Гоце Трајковски бара дуел со тебе. Значи на ти се обраќаме, Да. му јавам кога да снимаме, вие ми враќате, не ми е предизвик дуел со него. Ни најмалку. Но дека не кажува вистина и има докази во тоа и редно е да ја знаеме. Значи не викам дека не идам, не ми е предизвик. Па одбиваш. Значи Те јас молев- немам дуел те со Гоце молев претходно неколку нешто да пати- сме се спореле. Те молев неколку пати Не, да имате не, дуел, не. ти одбиваш. Јас ти И кажам, гледаш, не ми е сега ниво и не ми е репер за да разговарам. Како некој не ги потврдува А иначе ако твоите сакате наративи, фиксно твоите да тези, секнеме да збориме Еми за сега, случајот со Палчо, мене ми одговара тоа ако- Гоце што го кажа, ако како имате- бранител. ако Гоце им имате- кажа зошто на ако снимките имате- ја барате Вања Ноче, кога е ако зграбната дења. ингеренции да го извадите Гоце Не бе почитате се за некоја година тој. од За една година, може би, не знам се колку Еве е близок осуден. сте сега со обвинителот од Гостиваре, тој Гостиварско лоби владее со судството, владее со обвинителството во Република Македонија, па може сте мокен, влијателен, па може да го слободите, еве барем за една емисија Не, сега- Гоце Трајковски. Ненад си е окей како личност, го почитувам како сограѓанин се, меѓутоа такви работи нити имало, нити ќе има меѓу нас. Вика, господине Страшевски, ние објавивме во овие емисии вонредни анализи што ги правам. Секој вторник да часот и 30 минути, публиката ако може добро да ги гледа тие емисии, бидејќи таму се кажува сите тие работи. Некаде почетокот на 2023 година се прави промена на чело на Агенцијата за национална безбедност и целата ова групација на, како да ги наречеме, анархисти во наводници, радикали, дали партија на Лјупчо Палевски, тога се уште не е формирана, дали групи, дали симпатизери и така натаму. Христијанско братство, гледате што се случува, се укинува мерката на предпазливост, а тоа да го преведиме за публиката на следење, мерки, веројатно слушање и така натаму и така натаму. Значи, тој е почетокот на 2023 година. Ноември 2023 година, истата оваа група врши грозоморно убиство. Па се случат многу И други. тоа на самит на НАТО, на На најголемо самит обезбедување на ОБСЕ беше самит. Значи, ако некој дојде и ми каже, тие се жртва на полициска тортура, па полицијата се откаже од нивно следење, по линии на Србија, по линии на Република Српска, по линии на руска Кој е пропаганда. виновен за тоа? Државата. Тие? Државата. Јас ви кажав, еве, ај Палчо да го трнеме на. Не, државата. Еве да поразговараме за Баран христијанско, Беланоца. па овој христијанско, ќе дојме на тоа, се извинувам. Ајде да го затвориме овој за да не Па, за да многу уште малку, внимание уште даваме, уште две три прашања, мислам сакам нели да го заокружиме целиот тој случај. Остана некои работи што се вели. Значи, овој од христијанско брат потпишува договор за доживотна издршка со човек во Охрид, па го убива и Климе Митревски, како се нарекуваше така натаму. Видите, па овој што пали бугарска амбасада, еден од тие што палат бугарска амбасада, носат уврска со нив и така натаму. Значи, државата или делови на државата се откажале, но кој нас не гарантира дека делови на државата не ги користеле да направат поголем скандал? Терористички. Еве оваа емисија може да биде Апсолутно. поттик до Јас. обвинителите да покренат постапка, да видиме кој од таа држава се откажал, не ги следел, пропуштил, соработувал, им давал информации, тоа може да се се провери. Не може паушално на муавет да кажеме, еве како во Барон Беланоца, дека цела држава, од Мавара, Анаба, разузнавање и сите давале информации за групава Барон Беланоца, а при тоа да нема ни еден обвинет. Значи 15 души во цела држава вредат повеќе од цела држава, како што ја викаат криминалнава група, некој работел за ним, цела држава работи за ним, па ние не сме Добро, држава. Страшевски. Ке може уште неколку блиц прашања чисто. Може. Вие рековте дека одел на преглед во Белград. Ние до денес немаме добиено
потврда. Така беше неговата изјава, јас не можам да потврдам дали бил или не. Дека бил во било која клиника. Еве, вас би можел да ви го достави тој доказ. Бил во таа клиника. Имал тамо закажано Палчо на судење побара од судот тој во документацијата што ја имал во Турска, што е наведена во потврдата за привремено одземени предмети. Добро. Имал и документација медицинска за кичмата од некој доктор од Систина. Тој беше опериран во Систина. Го бараше тој документ дека му е во потврда со привремено одземени предмети во Турска. Не ме држите за збор дали беше. Но никој не го извади тој. Дали беше Лозанче што дали одел за тоа, дали беше Лозанче што го оперираше или некој друг доктор, се извинувам. Значи, така, да. Значи ова само по некое сеќавање. Тој го побара тој документ на судење. Кажа дека во Турска тој документ го имал. Лјупчо Палевски имаше во наводници добра комуникација со Систина медицинска. Тамо беше згрижуван, тамо беше опериран, тамо кој беше претепан беше однесен и така натаму. Добра комуникација со Наташа Сава, добра комуникација со Јордан Камчев и така. Ќе видиме поттик некога да натераме да напише книга за Палчо па да слуша што збориме. Господине Страшевски, се извинувам. Кога лидерот на опозицијата излегува и ја обвинува Агенцијата за национална безбедност, и одеднаш прекинува поста неколку дена да ја споменува агенцијата, бидејќи бил следен, бидејќи бил прислушкуван, бидејќи бил сниман, некој веројатно му кажал дека не бил тој. Туку тој бил на разговор, можеби, нели ајде сега да можеби бил на разговор со Лјупчо Палевски Палчо, па бидејќи можеби бил на разговор со Лјупчо Палевски Палчо, всушност влегол и тој под некои пимерки. И Господ знае што збореле, ако биле. Може би биле, не знам. Ето да не штама. И се и вие истото велите, ајде да не расправаме за тој случај, премногу внимание, премногу внимание. Јас мислам дека сериозно му даваме премногу внимание на ликот. Како лик зборува. Не е така. Имате братовче за правна процедура е една, ако зборуваме за ликот е друго. Имате, нели таму се спомна. Јас за ликот не би сакал. Таму се спомна брат, меѓутоа ние говориме за братовчет. Близок роднина. Близок роднина кој не велам дека е соработник, го има на линија кланот Грчец. Со помош на основачите на кланот Грчес, Мерцедесот кој треба да е блиндиран, но не е блиндиран, завршува Кирило Григоров. Излегува се раскажува прикази за атентатот на Кирило Григоров. Тоа е све Палевски. Тоа е све семејството Палевски. Па, значи, испадне во држава дека Палевски е најмоćен. Па добро. И дека заради тоа е затворен. Јас не мислам дека е најмоќен, но јас мислам дека одработувал за малку помалку за сите. Знаете, помалку за сите. Пак е тоа за ликот Палевски, јас не би разговарал. Јас сум негов бранител и за правната процедура можам да зборам до кога сакате. За Лјупчо Палевски лично немам некој премногу мотив, не дека го осудија, го почитувам како човек, пак ќе кажам. Публиката интересира како сега на пример се чувствува. Еве ја го посетувате во затвор. Ја вчера се видов со Палевски, беше окей, вака и физички и психички разговаравме околу правните процедури и тоа. Што на пример, знаете, секојаш ме интересирало што размислува или како си го користи времето човек што е осуден на доживотен затвор, еве. Поминала една, поминала втора инстанца, ги лажел овие што се други. Палевски во периодот само што не го слободеле, па тој ќе ги спаси. Издржување на притворот, значи цело време беше концентриран на предметот, имаше напишано жалба од 200 страни. Тој им го кажувал на другите преку овие затворски курири дека е жалба на 200 страни, дека е темелна, образложено, напишано, јас лично не видов. Тоа е на стаклени нозе, дека тој ќе го побие, видите, обвинението. Тоа е негово мислење и субјективно. Меѓутоа дека има пропусти во постапката, има тврдо. Уште чекаат Палчо да ги ослободи. Не. Веќе изгубија надеж. Не дека чекаат, јас мислам комуникација дека нема. Ако и тие изгубија надеж во него, значи сите имат изгубено. Вела дека бил параноичен во последниот период, со пиштол шетал, со пиштол спиел, многу малку излегувал надвор и така. Не, од она што го слушнав јас од колегата, значи кога оделе за Србија, му кажал дека последно време, откако ги објавил тие свифтови што ги имаше за некои 540 милиони евра, дека го следат. Меѓутоа мене тоа лично никош не ми го кажал. Ете, и сакал тога со вас уште една работа и ќе одиме на друг дел во емисијата. Гоце Трајковски, мислам дека тоа му излета во интервјуто. Дека не беше баш 100% сконцентриран и можеби немаше до крај размислено што тоа може да значи. Како тоа објаснува, тоа е значи понеделникот. Така? Значи неделата е пресконференцијата на Оливер Спасовски на Гаврило Бубевски, во понеделникот тој оди на разговор во СВР Скопје, тоа е тука, некаде не, километар.
отприлика со првите луѓе. И на излагање, како вели, од просторијата, го прашуваат дали кумот, со кого нели не се имале видено 10-15 години, дали кумот, односно таткото на Вања Игорчевска, има исто куче, како што има и Лјупчо Палевски Палчо. Тоа е завршен цитат, не оди понатамо. Или има исто куче, или можеби кучето ново е било тамо. Добро. И тој не бега. Ама ние сега на муабети не можеме да направиме. Тоа требало обвинителство да најде доказ. Една порака помеѓу таткото на Вања и Палчо. Еден разговор било, ништо нема. Се извинувам, пресконференцијата е 4 дена подоцна на Оливер Спасовски. Значи ова е понеделникот, таа е наредната недела, односно во неделата. Меѓутоа веќе се знае нели дека девојчето исчезнат и така натаму и така натаму. Ја мислам дека тоа е тригерот. Дека тоа е тригерот. Кога полицијата во станот на таткото или постава прашање дали таткото има куче, исто како што има Лјупчо Палевски Палчо. Може да се некои лажни оперативни сознанија. Тоа е за него трага да бега, односно доказ да бега од Македонија. Значи и мислам дека некој од полицијата му има дојавено не бранам ни го бегај на трага ти се доближени. Еви да му дојавил, еви да избегал, го врати, го фати, го врати. Ама не е така. Ама доказите, ти да не провериш. Тезата дека е жртва. Паско, не викам дека е жртва, нема доказ. Ли паѓа тезата дека некој му пакува нешто. Едно дека е жртва. Ли паѓа тезата дека нема оружје. Едно е дека е жртва, а нема оружје, кај го најде оружје? Па еве кажува дека никој не проверил, Паско. И бидејќи сопругата му го води случајот. Со ВМРО-ДПМН имотот, значи сериозна држава држава не може за четворица кои ги обвинуваш за убиство да не провериш дали поседуваат оружје. Прво одиш кај нив на претрес дома. Може да те дигнат во воздух да утепаат 10 полициски службеници, инспектори или било што да е. Да не провериш дали имаат оружје, да не им земеш парафинска ракавица, ги терети за убиство. Сериозна ли израка? Вие го браните Лјупчо Ѓурчевски, Љубомир Ѓурчевски. Гостуваше тука во емисијата и врз база на кажани работи за емисијата, сега се води некој судски процес за навреда за клевета. Лјупчо Ѓурчевски ја развива тезата и ја брани на неколку медиуми. И го поврзува случајот Вања Ѓурчевска со убиство крајот на 80-тите години на малата Билјана. Не знам, сум бил многу малку. Која живее на добро. Не знам за тој случај. Бидејќи сте му адвокат и бидејќи сте му бранител, а и плюс тоа сте пријатели, сигурно ви го има спомнато тоа. И тој смета дека тука станува збор за прикриен серијски, да можам да го парафразирам, нели? Прикриен серијски убиец. Дека тоа е порив, дека тоа е мотив. Нели го почувствувавте тоа? Мотив нема откриен, ни докажен во постапка. Кај серијски убици мотив не е пара, мотив е емоционален, психолошки. Треба да го докажат. Не, дали не го почувствувавте? Постојат и врни психијатри во Македонија, можеа да ги пуштат да го извештачат Палчо, че го откријат. Толку сте имун кога разговарате и кога имате таков предмет, толку сте имун на емоции да не ви повлијат, да не сте радознал, да не сакате да прашате. Во ниједна професија која работиш работата професионално, емоции не можеш да правиш заради тоа што нема да ја вршиш работата како што треба. Јас ви кажав, мојата работа и на сите мои колеги не е ние да бидеме емоционално врзани или неврзани. Да бидеме приврзани за странката или не. Нашата работа е да ја браниме процедурата и правдата, законитоста на постапката. Од една страна имаме обвинение со докази, нашето е дали тие докази правилно се изведуваат, каква доказна вредност имаш и тоа да го побивам. Јас не сум бил на лице место ни со Палчо, ни со ниеден. Господине Страшевски, ова е последно прашање за Лјупчо Палевски Палчо, ќе одиме или на Гани Марков, второ, или ќе одиме на Пулс. Ќе одбереме може двете. Двете ќе кажеме во оваа емисија, ќе ги разглобиме, бидејќи во еден голем дел и тие осликуваат што ни се случува во државата, во судство, правосудство, во надградба, во подземје и така натаму и така. Само ова да се навратиме малку, че ми дозволиш. Јас јавно на судење кажав, по добиена информација за Лјупчо Палевски во судење. Добро. Дека во општина во Визбегово во џамија најден е ранец со 2 пиштоли кои одговараат на муницијата што се употребена против Вања и Палчо и Панче. До ден денес никој нити ме повикал, нити од мои сознанија, значи, неофицијални, нити во МВР е направено вештачење на тие пиштоли, нити во МВР некој покренал нешто за тие пиштоли што се а најдени се веднаш по
овие два настани. Лупчо Палевски живееше И наеднаш на Велибор Манек му текна да каже дека тој знаел ранчето кај, ама фамилиарен човеков не го кажувам, па после го кажа. Вие мислите дека сега тој Давидков го собра дека е и ништо не најдоа. Добро. А одваму немаме па друга истрага во држава да видиме чиви се тие два пиштоли што се најдени таму. Барем еден да се најдеше да каже чекај луѓе, да најдени се. Во џамија во Визбегова. Да. Само е подигнат раницата од полициски службеник без сликање, без обезбедување докази, без суд. А Лупчо Палевски живее Момин поток, кој е неколку стотини метри оддалечен од таа џамија во Визбегова. Еве и во најдов случај да претпоставиме дека Палчо влегол во џамијата и го оставил. Зашто ранецот не е извештачен, не се направени анализи, има докази од Палчо, папиларни линии, се тоа да се докаже дали има отисоци таму или не. Никој тоа го нема Или еве направено. на пример, уште еден вашиот колега Васко Стојков. Делевте еден период канцелари со заедно Васко сме Стојков. се уште. Васко Стојков го вози до Белград и не е задржан, нели? Кога се враќа во Скопје, а овој Димковски од Струмица, кој доаѓа, го зема и го носи во Истанбул, ке заглавеше и тој во затвор. Го затворија, го притворија, го држаа во притвор, се тоа и така бесправно. натаму. Видите, како сега едни Еве јас за Димковски ви кажувам дека бесправно се уште му ја држат колата. Колата не е предмет, не е доказ во постапката, тие се уште джипот не му го врачаат назад на човекот заради, не знам, необјасними причини. некоја невидлива рака И секоја го спомнав джипот. ги бриши трагите. Не може да ги бриши. Некоја невидлива Како кај рака. Стефан во джипот, во му Рендж Роверот ги помогнува. најдоа трагите на Палчо и ДНК. Значи, гледате, поминува на црвено 35 години, во еден момент некој рекол више веќе не може да поминуваш на црвено. Тоа е хендикапот на Лупчо Палевски. Значи Палчо. поголема Во глупост во еден момент дека ВД40 во еден брише момент ДНК само од една личност, не од сите. Во еден момент, Како може во Кангуто да се најдат ДНК траги Добро, од ама тоа Велибор, кажа- ама тоа од кажа- Боре тоа кажа. и од Кишишев, а Палчо нема парснал со ВД40. Не, Тоа ама ВД40 не. само од Палчо ги брише траги. Не, Јовица, не, видите, влегувате. Тоа е теоријата на обвинителството. Влегувате, правите одредена реконструкција со некои елементи, тие се доказани. некои елементи ги истакнувате, некои елементи ги ставате под маса и Васко, така јас сум спремен да направиме емисија за доказите, да седнам и да ги презентирам, пошто више се изведени, Добро, можете да ги кажете, видите. Да, видите, И да ги види цела јавност. Има две тела, закопани две тела, меѓу себе овие четворица се обвинуваат еден со друг, црниот Петко. Моје лично мислење е дека поврзаност меѓу двата случаја нема. Добро, меѓутоа еден со друг тие се обвинуваат кој е убиецот. Палчо го обвинува Боре Видевски, другите двајца го обвинуваат. На кого верувате Лупчо вие, на Палевски, обдукцијата или на Не, јас пишанот, верувам- или на муабетот? Ја верувам дека има две тела. Има две тела. Обдукцијата ако каже дека Панчо е удепан во 9, дека има две а во тела. 10 Не, и пол е на се бензинска, како? Дека киднеперењето е направено во зграда која има градено Лупчо Палевски. Како Палчо. излегло? Значи киднеперењето е градено во зграда, направено во зграда, дека во поткоревето на таа зграда се наоѓала канцеларијата или фирмата на Лупчо Палевски Палчо, дека Кираџија во таа зграда бил поранешен директор на Агенцијата за национална безбедност, дека агенцијата не стана збор за истиот човек, дека агенцијата за национална, како нема врска, дека агенцијата за национална безбедност јануари 2023 година ги трга од мерки или од предпазливо сите овие радикални структури, тие девеат и прават тоа што треба да прават. И ова е најголем доказ Светски личности дојдоа во Македонија. На страстнатост, На ден, направење на самит на Опсе. Франкенштајн. Пиле не може да летне, не Палчо дуте на дете. подземје, на служби, Или не е тој ден на десено, багабонти, или не се на спремни во социјални државата мрежи да го и направи. така натаму и Да така го натаму. откријат. И државата покажува немок да се справи со тоа. Значи јас имам тоа информација дека диво во еден месо. момент тимот што почнал да работи на случајот е сменет и стане друг тим. Значи државата Неофицијално, не знам. некапацитетност. Нема. И тоа е всушност Сега дека ние тоа што нема капацитет, и не ја спремиле како- постапката како треба, не сум крив ни јас, ни ти, ни никој. Така е. Еве се ви И сега имате ние треба да судиме врз основа на мислење на некој најавно што напишал, и вие се ги кој имате- требало да биде суден, проколна, осуден, И докази сега треба. ви за имате уште два други случаи кои се интересни пред Така. на ова. Во последно време ги бранам сите тие така да речем. Кочани, на повеќе од интерес. 60 жртви, трагедија Голема трагедија. која се случува пролетта минатата година. И јас сум можеби единствен што станав и побарав минутно молчење да се оддаде за сите Вие сте жртви, иако бранам делото вие сте адвокат на Јане Јанчевски. на собственикот На Рубикон. на агенцијата Рубикон. Да.
Ајде да објасниме таа агенција малце, да ја дефинираме. Во еден временски период, вела дека партијата на власт веќе победила на локални избори, но очекувајќи дека ќе победи на централно ниво, дава налози за формирање на повеќе агенции за обезбедување и така натаму. Дали се училишта, дали се имоти и така натаму. И така натаму. Излезе Христијан Мицкоски и велеше дека ако најдете еден доказ дека некој кој бил во контакт со мене има формирана агенција која е замешана во случајот со Пулс, јас ќе си поднесам оставка. И беше извадено името на Александар Нацев, професор на факултетот, на високи безбедносни функции, ако не се лажам, прв човек на ова комисија за безбедност или како се дефинира на ВМРО ДПМН, и тој беше веднаш приведен. Приведен, мислам, од Војната академија во Скопје, тамо беше професор. Како последно. Не беше веднаш. Првим беа од обезбедувањето луѓе други, Нацев беше меѓу последните. Што беше улогата на агенцијата Рубикон? Таа ја обезбедуваше дискотеката? Или кабарето, како се дефинира? Не. Туку што прави? Значи не постои нити договор, ни усмен, ни писмен. Добро. Во Кочани сите, од она што јас го знам и го имам видено во доказната поставка, сите договори што ги имало Рубикон се за патролно обезбедување. Има разлика меѓу патролно и физичко обезбедување. Физичко е да видат на лице место, патролно одат по дојава. Добро, може ли да објасниме? Значи, во секоја дискотека или кабаре или било како тоа ќе го дефинираме, ви имате влезна врата. Така. Каде што се проверуваат или се купуваат влезници, тикети, се плаќа, дали некој малолетен, дали некој полнолетен и така натаму. Дали плати или дали ги исполнува условите, нели да може да влезе во таа дискотека. Се уште законот или законите во Република Македонија предвидува дека малолетни деца после 12 часот не може да бидат. Така. Не само во тие објекти, туку не може да бидат и надвор во некои други објекти. Тоа не е кривично дело, тоа е прекршочна постапка. Ако се фатат малолетни лица, на лице место се пали струја, прекинува музика, се легитимират, се повикуваат родителите, им се дава прекршочна пријава и ги носат дома. Да, ма е кривична одговорност за сопственикот. Сопственикот на објектот. Да. Кој е на врата? Таа инкриминирана вечер. На врата се лица кои двајцата мислам дека се вработени во Рубикон и еден што не. Меѓутоа тие не работат под покровителство на Рубикон во дискотеката, работат и години наназад, кога и не постои Рубикон. Како агенција тие работеле таму. Како обезбедување. Значи Рубикон не знае дека тие две лица кои се вработени кај нив таа вечер биле на врата. Да. А овие патролни, како велите, стационарно и патролно, не ги приметиле? Не. Значи вака, патролното обезбедување работи на повик или на дојава ако има алармен систем. Зошто би ги ангажирале? Ако има тони друго обезбедување. Дали тие треба да им бидат... Тие работеле и претходно, кога не биле вработени во Бидејќи се овие фирми... Тие се вработени непосредно пред... Бидејќи се овие фирми кои се блиски до власта. Дали власта на централно, дали власта на локално ниво. Ај сака да речем. Тогаш овие фирми... Зошто Рубикон во дискотеката се ангажират во Македонски Брод ја направила цела процедура. Дали Рубикон пријавила во полиција настан обезбедување, колку лица треба да бидат, план се. Зошто тоа го направиле во Македонски Брод, а не би го и во Струмица, и во Гевгелија, не го направиле во Кочани, нема логика. Дали Рубикон е ангажиран? Не. Дали Рубикон е ангажиран? Не. Да може да им обезбеди добра комуникација на газдите на дискотеката со локалната и со централната власт? Не. Дали тоа, не велам дека тоа Рубикон го прави, дали тоа е модерна форма на рекет? Ке работите, нас ке не ангажирате, ама нема ни едно плаќање, ни една фактура, ништо нема, ни еден доказ, нема вирално, ни еден телефонски разговор меѓу Деко но кој ви гарантира дека не, зошто тогаш ги привеле? Стано збор за луѓе кои се, односно, како велат, Нацев бил консултант
Овие биле вработени. Обвинението, членот на обвинението, тешки дела против општата сигурност. Адвокатот на тајниот собственик на Рубикон. Нацев бил консултант во агенција за обезбедување, а не бил собственик. Нацев не бил собственик. Тоа што кажа луѓето, дури и Нацев некогаш помагал со луѓе што обезбедуваат на лице место одел и помагал таму. И тој бил на врата. Обезбедувањето. И тој бил на врата. Значи не на врата во дискотеки, на концерти, на тие работи бил тука. Значи бил присутен. Да, им помагал. Значи тие се измешани, вие не можете сега да дефинирате кој е собственик, кој е консултант, Има во централен кој е на врата, кој е на повик, кој е стационарен, кој правел. Како советник, ако го ангажирале, веројатно им требал за да им направи распоред, да им каже кој на кое место треба да биде. Рубикон нема собственик Александар Нацев? Не. Зошто тогаш приведе? Тоа треба да го кажат тие од обвинителство што погребале обвинение. Министер е Панче Тошковски. Добро. Кој, како вела злобниците, знае како работи таа дискотека. Бидејќи заедно со неговиот кум, 80% дискотеките во Македонија не работат сега после Кочани. Наводно. И овие што работат 20% не ги исполнуваат сите услови по закон. Биле задолжени за локалните избори 2021 година во Кочани. 2021 Рубикон не постои. Не, говорам знаат како функционира дискотеката. Така. Па Рубикон се формира од кога тие веќе победуваат на локално ниво, значи велам точно знаат дека треба да обезбедуваат школи, училишта, градинки, дискотеки, објекти и така натаму. Тоа се сладки пари. Секоја власт тоа го прави. Нивни луѓе ги обезбедуваат. Значи клучно е. Може би школи имало. Добро. Меѓутоа ти кажувам дека тоа е само обезбедување патролно, не е физичко. Има разлика. Страшилски. Меѓутоа, еве, Јане Јанчевски го обвинуваат за тешки дела против општата сигурност. Елементите на кривичното дело. Елементите на кривичното дело. Не само Јане, сите се со едно дело. Што? Елементите на тоа кривично дело. Ја ти тврдам дека зашто ги обвинувате? 99,9 пожар во предизвикување. Не бе, тоа е тие оштетување на јавни инсталации, пожар, сите тие работи. Јане не бил ни во Кочани. Како го направил тоа кривично дело? Јас на судење станав и кажав, не знам како да му објаснам на мојот клиент зашто го бранам. И до ден денес не знам. Добро. Обвинителството не извади ни еден доказ за договор, плаќања, разговори, нема. Меѓу Рубикон, дали е Нацев, дали е тоа нема. Има два пункта. Секој објект, угостителски. Зборам од овие што се посериозни, не знам, главните дискотеки или главните кафулиња, па тие веќе не се ни кафулиња, живи свирки прават со 300, 400, со 500 луѓе, значи тоа се посериозни објекти. Значи два пункта се главни. Врата и шанк. Јавна тајна е дека газдите продаваат на шанк, пијачка и дека од тука го прават профитот и е многу важно кој контролира вратата. Кој стои на врата, бидејќи така се продава бело. Белото влегува и излегува ако ви дозволи некој да влезете во објектот. Ако не ви дозволи некој да влезете, белото не може. Тука е најдено и бело, како вели Шектански, најден е и цијанид, вашиот колега, значи најдено и се што. И тоа има влезено на врата, тоа не е влезено преку покрив, тоа не е влезено со хеликоптер десантно. Значи некој на врата не дај Господ да му се случи ова. А како вие велите, двајца од Рубикон за кој не знаеле, работеле таа вечер на врата, а овие не знаеле дека тие работеле. Тие работели претходно обезбедување во Искочани на други локации. Повремено е Александар Нацев кој е консултант. Ако бил и работел на врата. Нацев не работел на врата по дискотеки, туку помагал на концерти. Да. Тие кажаа сами дека Александар Нацев помагал на концерти. Еве во конкретно случај, давал како да се организира, да бидат безбедноста на високо ниво и така. Имало концерт. Не групата ДНК. Не е заведен кој настан. Нели? Значи не може МВР на таков голем концерт на ДНК да не знаат до денот дека има таков настан. Добро. Да не ги викнат и барем ДНК да ги викнели да речат вие имате настап, да. Зашто не пријавите? Кој ве обезбедуваат? Ела, дојди на газдата, имаш толку настан, колку гости очекуваш толку. Дај да видиме да направиме. МВР не знае, тоа е игла некоја фрлена во Кочани, па не можеле да ја најдат ни стеното. Тоа сме разговарале со некои поранешни припадници на Министерството за внатрешни работи, Агенција за национална безбедност, кажувам, дали во Штип има регионален центар. Сите се мали има регионален центар. Дали се пријавува настан? Ова е сериозен настан, 400, 500, 1000, 2000 луѓе кои се собират. Сигурно документација јас сум доставил. Ние сега да излеземе на улица. За Македонски Брод, за Струмица, за Гевгелија доставуваат планови
за стела кога обезбедувале. Зошто сега не им е јавено? Не им е јавено, не биле таму, немале договор, не направиле ништо. Кога имале договор, го правиле Добро. тоа. Немале договор. Кога Што да прават сами додали? Кога виделе вработените, кои случајно вработени се со кои не знаеле. Човоско, јас можам да работам во невена организација до 16 часот. После 16 можам да правам што сакам. Да возам такси, да обезбедувам, да седам било што. Се извинувам. Значи сите тие работат во одредена агенција за обезбедување. Значи тоа после работно време тие не се врзани да му даваат изјава на газдата. Тоа е друг ментален склоп. Тие се вработени како обезбедувачи. Има командна одговорност. Не може да се случи тие да не му речат на газдата ние вечер а и газдата да не ги види во изминатиот период дека биле таму. Има концерт, видите, кој има концерт, луѓе кои се професионалци, точно знаат пријавен или не е пријавен концертот. Овде не е пријавен. Кај е мавара? Кај е обвинителство? Тоа е друго. Јас се говорам за вашиот клиент. Вашиот клиент не може да биде невин. Тој не знаел. Не бил во Кочани, не бил во Кочани. И што направил? А неговата екипа е тамо, да, тамо е. Тоа сакаш да ми кажеш дека јас како вработен во Мавара, како полицаец, да одам по улица, од работа до дома, да утепам тројца со пиштолот и дека министерот треба да биде виновен зашто јас сум пукал со пиштолот. Влегли малолетни. Значи влегли малолетни. Ај сега да споруваме малку вака. Јас кажувам и длабоко уште еднаш кажам, жалам за трагедијава што се случи. Меѓутоа, треба да знаеме и да бидеме искрени. Значи дека дел од родителите се јавувале и кај газдата, и кај обезбедувањето да пуштаат. Најголем пример јас го дадов на Александар Наунов. Тој е еден од оштетените. Бог да го прости девојчето и никому да не даде никому, меѓутоа пораките јавно ги презентираше обвинителството, каде што тој самиот бара од обезбедувањето на врата и вика девојчето е надвор со другарки, сте имале рација полиција, дали сте таму? Да. Кога ќе заминат, јави ми се да и се јавам да пуштат, да ги пуштиш. Овој го кажува дека заминале, овој веројатно ги информира да влезе. Ова е порака што ја презентираа неколку дена или месец дена пред настанав. Александар Нунов кој гостуваше тука во емисијата. Јавно беа презентирани. Се јавува на обезбедувањето пишува порака. На врата. Да. Тие се вработени во Рубикон или не се вработени? Не се. Не се вработени. Не, тој е вработен во Рубикон, ама вечерта... Вечерта не. Не. И предходните вечери кога си одел хонорарно таму. Значи на тие кои Рубикон не знае, се вработени, но се вечерта тамо, им се јавува Александар... Не се само вечерта тие таму, тие се работели предходно и во други места оделе, не само во... Говориме за конкретната, за конкретна вечер. Ми се јавува Александар Нунов и вели стана збор за неговата девојче или ќерка која е веќе покојна. Бог да ја прости. Слушаме дека имате рација, дека има полиција. Кога ќе заминат, да ми известиш. Значи во наводници лобира да пуштат малолетно лице. И сега е најгласен против овие што спасиле десетици, стотици луѓе таму што им излегле во престрет, го заризикувале и својот живот да помогнат. Сега тој е најгласен против сите таму. Сега јас колку што можам. А самиот барал да влезе девојчето. Колку што можам да се сетам, тој вели не знаел дали се вратило девојчето. Дека мајката спиела. Дека тој кога овие пораки не се за вечерта. Се за некој период малку пред тоа. А не се за вечерта. Не се за вечерта. Се за период малку пред тоа. Добро, тоа веќе менува. Тоа веќе менува целата. Не менува. Ако јас детето свесно го пуштам месец дена пред тоа да оди во дискотека, јас свесно го правам прекршување и на законот и на родителските права мои. Вие сака да кажете дека сите се виновни. И тоа е, знаете, растегнување како ластик, гледате. И на дел од родителите што знаеле и ги пуштиле децата. И со Љупчо Палевски го правите тоа. И на обезбедувањето, да кажам. Го правите и тука. Но и на полицијата. На растегнување до кинење. До кинење на одговорноста. Ако јас барам од тебе да направиш прекршок, а после барам да те судат, не можам. Релативизирање. Не, тоа е доказ, изведеното обвинителство. Но, како вие велите, така го завршувате претходното интервју кој во април минатата година го имаме, погрешно е да се бара трагата да се води кон лиценцата и да има лиценца, тоа немаше да го спречи пожарот. Така. И сега тврдам дека е така. Сега гледате, го правите истото. Девојчиња, Наунов и така натаму. Но тоа не го спречува, не го негира фактот дека има пожар и дека некој на врата не се завршил работата. А знаеме сега вака, тие на врата дошле, сите кажува дека тие на врата дошле, не е важно, значи тој на врата на бината, што не си ја завршил работата, таткото е лицемерен.
вие обвинувате родители на деца дека тие се всушност поради нивното лице, да го направиш тој и после те поради нивното не видите, ово е монструозно. Вие обвинувате родители за лицемерие, дека поради нивното лицемерие всушност се загинати нивните деца. Не, ова е страшно. Не е одговорноста, не е лицемерие, не е одговорност е него. Сега не е виновна министерство, не е виновна држава, не се виновни Рубикон, не се виновни газди. Како може Новара да не знае дека таков родителите, ама виновни се родителите кои биле лицемерни и лобирале или факеле врски нивните деца да. Каде е обвинителството? Имаме обвинител од Кочани кој девојчето негово е оштетена, не дозволија да дојдат на суд, на наше барање баравме, ни донесува вештачење дека има акутен стрес. Акутен стрес можеш и ти да имаш сега од емисија во расправа со мене или јас од тебе или снимателов од нас двајца. Тоа не е причина за да не можеш да сведочиш. За да не можеш да сведочиш се знае точно по закон што треба да имаш. Деменција, да имаш некоја психичко расстройство и све. Не го пуштија девојчето да дојде. Тој родител што правил во обвинителство? Што правеле обвинителите во тоа? Подопрен глас, не знаеле дека таа дискотека од 2012 нема никаков документ, немала дозволи, немала тоа, не се зборело низ Кочани, се зборело. Зашто не превзели нешто? Вие сте под стрес. И сега тие треба некого да обвинуваат, а овие? Дали сте вие под стрес кога обвинувате родители? Не. Дека се виновни за нивните деца? Не. Дали чувствувате грозење, гадење од ова што го зборите? Не чувствувам грозење, гадење, чувствувам грозење и гадење ако тие. Ја мислам дека професијата адвокат не ви дава такво морално право како велите, никој не е виновен. Некој нив мора да ги брани. Видите, таа флоскула дека секој има право да биде бранет. Тоа ти е исто како ти повикуваш во емисија луѓе што на пример можеби мене не ми се ведисат. Ја не значи дека не треба правам муавет со тебе да дом гости во емисија. Јас не им давам алиби морално. Не им дава морално алиби дека тие не се жртви, дека тие не се виновни. Напротив, ама не. Напротив, се обидувам до крај да го изнијансирам. Има значи обвинителен акт. Тој обвинителен акт има кривично дело. Тоа кривично дело има действија. Добро. Тие действија обвинителство треба да ги покаже. Значи ако има кај обезведување во вина што е пуштил, од ова сега вака. Малолетни, и што ве слушам, треба да има вина и од тој што барал да ги пушти. И ова што го гледам. Така? Изминатите 15-16 месеци. Адвокати, 60 колку се тамо, 20 обвинети. Адвокати, сите скапо платени. Адвокати кои се истренирани. На едно место. Родители, жртви и така натаму и така натаму. Сите по емисии, сите по подкасти. И таква карма каша е направена. И еден случај која згрози, говориме за два случаи, Вања Горчевски, ова што е Кочани, тоа се два драматични случаи, која смислев ќе ја освестат македонската јавност. Ќе ја стресат македонската јавност. Дека ние ќе речеме, види, доста беше. Дај што викаат бугарите, да ја свртиме палачинката. Нели ти имате на многу во ова постапка барем до сега. Да ја свртиме палачинката. Во ова постапка барем до сега. Вие сега. Вие како адвокати сте прва борбена линија на релативизирање. Ова постапка до сега најсензитивен случај во државава. На све. Најсензитивен случај во држава, во ова постапка до сега можам да кажам дека двајцата судии перфектно до сега ја терат постапката. До сега. Не можам да кажам за воеднина. Исто така, како што се понашаат спрема адвокатите, да ги опоменат, да сугерираат, исто да го прати и спрема обвинителството, и спрема оштетените. До сега можам да кажам дека стварно ја водат професионално постапката. Немам забелешка, дебатираме, оставаат дебата. Меѓутоа, се е тоа време во рамки на еден закон, дури и на начинот на презентирање кога сме реагирале, и на начинот на презентирање на докази од обвинителството и обвинителството, и ние како бранители сме упоменати ова страно дека кога нешто не е во ред. До сега можам комосно да го признам тоа. Дека е окей. Како успевате? Ова црнило од случаите да не си го носите дома. Ама не можеш да го носиш во воско дома. Значи тоа е наша работа. Ве гледат деца, ве гледа сопруга, ве гледат родители, не знам дали ви се уште живи, мислам никош не сум ве правил. Ве гледат блиски роднини и велат добро Јовице. Како можеш тој монструм да го браниш? Добро Јовице, како можеш да релативизираш за дискотеката? Палевски е, да речем, балце попознат во јавноста од некој друг што утепал исто некој. Да. Што е тој поразличен другиот од Палевски? Исто е. Кога сте станале адвокат, што си имате кажано? Зашто всушност се борите? За правдата. Ама каква правда? За постапката
И Зашто после правдата не секое треба да ваше биде медиумска, борење треба да како биде адвокати, поеќе од 2000, 3000 адвокати, ако не и 4000 веќе адвокати има во Република Македонија. Колку имало 2000, гледав Пепе Љуговски, мислам на еден подкаст, кај што вели дека во Словенија има околу помалку од 2000, тука има повеќе. Така. Каде што во еден голем дел и социјални случаи, социјала се решава со адвокатурата, меѓутоа адвокатурата е еден дел на систем на обвинителство, на судии, на МВР и така натаму, кој што нас треба да ни испорача правда. И кога ќе кажат доверба е 2%, не е доверба само судство во обвинителство 2%, доверба и во адвокати е 2%. Вие сте дел на еден исти, неспособен, корумпиран, криминализиран систем. Не можеш така да не вреднува, заради тоа што вака, ние не обвинуваме, ние не обезбедуваме докази. Обвинителството има теорија на случаи. Кој е посредник помеѓу странка и судија? Адвокат. Адвокат. Тој е Ташњаревиќ. Вие точно знаете кои 10-15 адвокати кај кои судија можат да донесат пари, да средат, да захефтат. Кај држава нека ги открие тие случаи, нека ги затвора. Па некој треба тоа да го каже. Некои се затворени. Мене во обвинителство ми викаат, од сега не може да носите телефони, заради тоа што ваш колега сликал. И одеднаш што би рекле италијаните, имате силенцио штампа, каде што сите молчат. Или закон на омерта, каде што еден со друг не се издавате. Не се кажувате. А сите сте изврзани и сите транге-франги и се талите со разузнавање има, едни помеѓу служби други. има, МВР има. Лесно може тоа за секој да го открие, за мене и за било кој. И Зоран Заев доаѓа на чело на државата, советување нема правда, нема мир. И Панче Тошковски, и Христан Мицковски, освен Safe City, ние не видовме нешто кај што тие може да гарантират расчистување со криминалот. Ево во случајот со Лјупчо Палевски, па прв братучет бил на смена. Кој се пријавило исчезнување на возилото на Панчо Жижовски? Што не превзеле? Па на братучет или второ. Зошто никој не се позанимава? Велико доаѓа телеграма да даде дека јас станав и кажав. Исчезнато возилото и тоа не се процесира во Скопје, ако се процесирало ќе ги фателе. Вештачењето од МВР. И доказот што ја го доставив до судот, значи вештачењето од МВР на возилото запалено од Панче и доказот од сообраќајната дозвола и осигурањето од Панче имаат разлика во страшна работа. Во документите, односно во бројките на шасијата, различни возила се. И сега и никој тоа не го коментира. Колку е максимална казна на овој клиентот што го браните, собственик на агенцијата Рубин? Јас се уште не знам зашто го бранам. Кој им рекол да ја формира таа агенција? ВМРО ДПМН? Не. Кој? Па ја пошто што имам сознание дека сам ја формирам. Сите се тие блиски симпатизери на ВМРО ДПМН? Па можно да е да. Дека е симпатизер, да. Не знам дали е членот и немам увид тоа. Овој едниот бил што е консултант, бил председател на комисија во ВМРО. Тама после кажа дека не го познаваат. После не го познаваат. Го пуштија низ вода. Како Понтие Пилат си ги измија раците. Вие кажавте го пуштија низ вода. Го пуштија низ вода. Значи нема докази го пуштиле низ вода. Не, има докази, па затоа го пуштија. Затоа го пуштија низ вода. Нема Васко, не може. Значи вака, обвинителството требаше поединечно за сите обвинети да си направи дело. Не може сите обвинети да идат со исто дело, со исто обвинение, со иста правна квалификација, со исти елементи на кривично дело. Петре Шилегов, па вие, па Звонко Давидовиќ, то се све тешкаши, адвокати. Тамо авиони, камиони фрчат, хонорари, пари. По вие сте спремни да докажете дека таа агенција у Шведска е формирана. Не бараме ние тоа да го докажеме. Па тука давате примери, че то се све тешкаши. Значи, крем дела крем. Самото обвинителство за ја не призна. Нема, го отвориле телефонот, провериле, никаква комуникација меѓу Јане Јанчевски и овие нема. Освен овој Тонињо Менкињо, сите се таму ангажирани, него само за знамење везење го ангажира, го става таму. Јарбол таму да симни, утринска химна да пее и така натаму, Значи самото обвинителство презентира докази од телефонот на Јане Јанчевски и вика Јане Јанчевски нема никаква комуникација со ниеден од овие. Да. И кај е вината? Ако го браните ко Лјупчо Палевски Палчо, него ќе помогнете, нема смртна казна да има, доживотна. Не знам што го бранам ја него. Колку 10 години ли е таму? Не знам зашо го бранам, искам да те кажам. Не знаете зашо. Нема дело. Нема дело, нема действија. Самото обвинителство ги вади доказите, вика дека нема во телефонот некој никаква комуникација. Кога мислите ќе заврши овој случај? Мака според не знам, уште една година тешко. По мене. Уште една година. Да. Некаде од прилика после нова година би требало првостепена постапка. Да. Па апелација, да. па врховен,
Овие уште 5 дискотеки ќе направат. Овие уште 5 фирми за обезбедување ќе направат. И не е забрането да се отворат дискотеки или фирми за обезбедување. Спореста во постапката тие не ја сваќаат како само испитување, дали направиле, дали сгрешиле, туку ја сваќаат немаме нити едно одлагање во овој процес. Пак повторно ќе повторам. И слабост на државата. Судиите не дозволиле до сега да имаме одлагање. Обвинителството во една ситуација не можеше да изведе заради технички проблем одредени докази, судот продолжи со други само за да немаме одлагање. Ви кажувам дека овој пат можам стварно да кажам дека стварно се води постапката како што треба. Од Гоствар да не е судијата? Не. Еве, обвинител од Гоствар, вие Гостивар. Ако и судијата од Гостивар, значи тогаш не знам од кај, не ја знам. Имаше пред 10 дена распит поврзан со судијата Јоко Ристов. Така. Судија во апелациониот суд во Скопје и како се вели на тоа рочиште вторник, мислам, дека беше вторник 14 јули. Се читаше нивната комуникација со Гани Туша, значи не Гани Марко, тие се уште го водат како Гани Туша, обвинет во случајот Беланоца за одредени притвори за кои одлучува апелациониот суд. Докази кои практично покажуваат дека овие обвинети лица однадвор договарат притвори и гаранција со апелациони суди. Видите, нему што е напишана реченицата, но ајде да се обидеме да преведиме. Значи, вчера се видов со Гани. Со Гани на посета да го Добро. Во затвор ми рече тој е ваш клиент, да дефинираме. Гани Марку, порано екс Гани Туша. Гани ми кажа вака, јавно, му кажав дека ќе гостувам на емисијава, јавно да кажеш дека сум спремен да ме повикаат да сведочам во случајот со судијата Јоко Ристов, дека моја порака лична со него нема, нити разговор. Значи нема пораки, СМС пораки на Гани нити Туша. СМС, нити разговор, нити контакт со Јоко Ристов. Значи, ми рече јавно, повикај ги адвокатите да ме викнат сведок во постапката. Дали тоа некој во мое име и со некаков разговор правил, па се најдени некакви пораки, тоа не знам. Јас лично нити со Џоко сум разговарал, ми кажа, нити со Џоко сум пишувал пораки. Значи, суштината на ова што е напишано е дека лица... Плюс можам да ти кажам дека, осем кога имаше процедурална грешка за притворот на Гани, а таа процедурална грешка беше пред правосилност на обвинителен акт, совет, кривичен не може да решават, јас само за тој процедурален дел имам приговарано на решенијата за притвор. За нити едно друго решение за Гани, поради тоа што знаеме дека однапред ќе бидат одбиени, ние не сме се жалели. Добро. Може ли ова да го објасниме? Може. Значи, врз база на вака напишаното, дека на 14 јули на рочиште каде што се изведуваат докази во постапката против апелациониот судија Јоко Ристов и 350.000 евра нели фатени во зид, биле читани пораки или нивна комуникација помеѓу Јоко Ристов и Гани Туша. Каде што јасно Што е читано не знаеме, ние не сме биле на не сте биле, но јас меѓутоа врз база на она што е напишаното пренесено во медиумите, ние сваќаме, јас сваќам веројатно и вие. Еве ја вчера разговарав со Гани, дека Гани Марку или Гани Туша комуницирал со Јоко Ристов, некои лица да се извадат од притвор, да се ослободат, да не бидат у притвор и така натаму и така. Па Гани ако комуницирал за некој лица, ќе комуницирал и за него да излезе од притвор. Тоа е логиката да збори за другија да остане за тоа кореспондира со обвинувањата на обвинителството, тоа што можевме да го сватиме, дека лица кои се во притвор влијале врз работата на апелациониот суд или на судите во Република Македонија. И ние тоа го поврзувавме со Феми Стафа, кој е во затвор. Испаѓа дека тука Беланоца или две-три работи ќе ми дозволиш да ги објаснам. Ајде. Случајот Барон Беланоца. Може ли прво од ова ќе стигнеме до Барон Беланоца? Бидејќи ние не за овој случај ти кажав, разговарав со Гани лично вчера, се значи, видовме да го посетам. Тој ми му кажа вака и вака се објавено во медиуми. Ти тврдам и кажи го јавно, нека ме повикаат и адвокатите на Џоко. Комуникација меѓу мене и Џоко ни пишана, ни јавена, ни никаква. Едно од спекулирањата во македонската јавност беше дека понеделникот на Сабајле, значи неколку часа по завршување на емисијата со сопругата на Јоко Ристов, беше запалено или опожарено нивното семено возило Пасат, кој е паркиран на паркингот пред таа зграда, во наводници инкриминирана зграда на Варшавска. Едно од спекулањата беа дека тоа е порака на подземјето. И еден од посочените или тоа што се спекулираше во скопските кулари дека е Гани Марко. Дали тој има дадено налог? Не. За опожарување на тврдам дека не, нити Гани за некого дал до сега таков налог. Ристов.
Значи, Гани е човек што го познавам години, не се занимава со такви работи, нити има потреба посебно од рекет или некоја друга поставка да прави, заради тоа што е добро ситуиран. Татко му имаше некој, Бог да го прости, многу добар човек, имаше неколку фирми во Норвешка и мислам дека доста големо богатство има оставено на него и на фамилијата, така да убиен е таткото на нема потреба да прави такви работи. Убиен е таткото на Гани да. Туша, односно Гани Марко. Тоа е минатата година во 18 часот и 10 минути во СР Скопје е пријавено дека во близината на локалниот пат од Долно кон Горно Блаце, село на македонско-косовската граница, НТ го пронашал неговиот брат ЗТ, 56 години, значи за Туша, без знаци на живот со пространи рани од огнено оружје. Се преземат мерки за заштитување на случајот. Братот НТ кој го пронаоѓа таткото на Гани Туша е вработен во интервентна полиција на Министерството. Но работи не знам точно. Натрешни работи. Да не работи ли Гани Марко во Министерството за натрешни работи? Што има завршено? Ве велите дека добро го позна правото во Гани Марко има завршено и магистар по криминалистика. Значи криминолог. Да. Експерт за криминал. Јас не го дефинирам така. Добро. Сите овие текстови кои се објавени, Телма, одредени портали тука во Република Македонија и така натаму посветени на Гани Туша, како тој ги коментира, например, Гани Марко? Обвинување, Бела ноца, барон, убиства и така натаму. Обвинението, еве, ќе почнам со Бела ноца. Бела ноца, барон, сега тоа што е најактуелното обвинение. Почнуваат првин со незаконски снимања во Чеди. Спротивно на член 252 од ЗКП. Значи ги снимат во Чеди. Во Идризово. Во Шутка. Во Шутка. Да. Добро. Може и да се дели во Идризово. Тоа е незаконско снимање кој законот и членот од законот 252 на почетокот на судењето ние сме го добро приговарале, судот рече дека ќе одлучи на крај по тоа. Тие докази се незаконито прибавени. Второ, сите тие докази што се снимени разговори на Фатлиум. Фатлиум зборува све и се што. Од председател, премиер, министри, пратеници, директори, сите ги спомнува. Како вели, тројца припадници на криминалната група, ова е Плюс Инфо. Така? Ви цитирам. Тројца припадници на криминалната група добија затворски казни за злосторничко здружување. Ќе дојдеме и до тоа. Само да довршам, ако Ајде, постапката против наводниот лидер Фатлиум Аети Тоти, за него станува збор. Така се. Фатлиум зборува се и се што ви кажувам. Тоа е зборење на Фатлиум. Фатлиум може да зборува вистина или невистина. Не е докажано дека тоа што го зборува Фатлиум е така. Фатлиум зборува милионски суми. На едни дал, на едни завршил работа, тоа е причината за која тој зборува така, си ја знае тој. На судење кажа дека тоа го зборува за да остане актуелен. Да биде интересен. Така. И сега, цело обвинение, со други зборови, цело обвинение се терети на тоа. Дека лаже? Барон Бела ноца има два предмети, за жал. Добро. Со исти докази, два предмети. Тоа по мене беше многу... Кои се два предмети? Два предмети, Барон Бела ноца, еден и Барон Бела ноца јуниор, што ги викам јас. Што содржат тие предмети? Исти докази. Муабетите на Фатлиум Аети, кој ги збори со дел од обвинетите, со дел бил во соба, со дел разговара на телефон и така. Се презентираат докази дека, еве сега да го земам убиството во Грција. Во Ханиоти. Ханиоти. Добро. Можеме ли? Еве едно по едно тие убиства. Значи, убиството во Грција вика вака, дека тие две лица добро му пуштале слики на Фатлиум, биле маскирани со перики од плажа, следејќи го оки. Поинаку вели. Обвинителството отвори истрага против Гани Туша. Осомничен е дека го извршил убиството на Орхан Барами во Ханиоти. Орхан Барами Оки, Жила или Кревањова и овој што е сега во Дубаи, тоа се Дукјанџик Грчец, сопернички клан на Барон Бела ноца. И еве што вели обвинителството, мислам, мораме да цитираме. Сопернички кланови, како што се знам, јас е Бела ноца и... Обвинителството, да, Бела ноца. Значи, Барон Бела ноца е сопернички клан не, на... Барон и Бела ноца немаат врска. Тоа ти тврдам. Како заедништво. Од кај
Па вие може да тврдите. Па знам, го познавам Гани. Ако го врзуваат Гани со тоа, Гани нема врска со Бела ноца никак. Вие тогаш може за два клана говорите, вие така сугестивно кажувате. Јас ви кажувам како што е. Како да ги знаете. Никаква поврзаност, нити еден доказ нема меѓу Гани. Ама министер за внатрешни работи вода да Гани ви и носи. Фатлум прв пат се запознаваат во притвор. Како вие подземјето да го знаете како Гани и Фатлум прв пат се запознаваат во притвор. Добро, еве како вели. Обвинителството отвори искава за убиството на Орхан Байрами Оки. Ханиоти 15 јули, минат, значи 2023 година. А осомничен е Гани Марко, тука значи се спомна Гани Марко, тој освен за убиство се сомничи и за неовластено изработување, држање, пострадување и тргување со оружје и експлозивни материи. Оки, значи се смета, што е убиен, во јавноста се познава како еден од лидерите на криминалната група Дукјанџик Грашис. Ова е пак пишано од медиум. Сега да ви кажам. Ајде. Значи, обвинителството тврди дека дел од дечкиве што се обвинети во таа Барон Бела ноца јуниор, ја што го викав, и дека тие прачале слики на Фатлум. Јас 10 пати на судење барам, Фатлум извини, ама не е обвинет Фатлум. Фатлум е обвинет за со истите докази. Не, осомничени од 33 годишник. То се мисли на злословничко здружување е обвинет Фатлум. То се мисли на Гани Марко. Да, ама Фатлум зборува на 15 јули Фатлум Гани е обвинет. 2023 година. На 15 во Ханиоти, Република Грција, заедно со уште едно, сега непознато, во медиум. Со умисла го лишеле од живот покојно, информираат добро. Едниот предмет е завршен. За што се терети Гани Марко за убиството на Орхан Байрами Оки 15 јули 2023. Вика дека како предходница. Добро. Дечки му давали информации на Фатлум, не на Гани. Дека дошол, го донел возилото, влегле во објектот кој е изнајмен. Таму има две девојки. Таму сум да ме слушне да ви кажам. Ова вие го кажувате по пишаното од медиум. Ајде. Значи, не, грчки медиуми цитирам јас. Во Грција знаете ли дека нема обвинение за Гани? Добро. Ако има меѓународна правна помош, Грција да ги достава доказите до македонското. Македонците отвараат обвинение, грците доставуваат. Знаете што имаат доставено? Што? Изјави на оштетените што се останати живи на што биле со Оки. Со Орхан Байрами. Тоа се двете девојки, овој што е од Топанско поле, што станува жив, тие се нели? Знаете што се нивните изјави? Посочуваат други лица, не е Гани. Како може? Во Грција ги даваат тие изјави. Како тие може да посочат други лица, кога овие маскирани влегуваат? Јас ви кажувам. Со калашникови влегуваат. Јас ви кажувам. Тука се тие посочуваат други лица. Пишто. Во изјавите. Доаѓаат. Второ, во Грција официјално како држава нема отворено предмет. Тој е обезбеден објект. За да има меѓународна правна помош. Ја прескокнуваат оградата и дека овие се на верандата. За да има меѓународна правна помош. Не велам дека Гани Марко ги прават решето. Тоа е пораката. И велите не е Гани Марко. Значи вака. Тврди обвинителството дека некој сликал и не му прачал на Гани, кој тврдат медиумите дека пукал, му прачаат слики на Фатлум од Орхан. И јас ги барам цело судење една година. Добро. Обвинителството дајте ни ги сликите за кои тврдите дека обвинетиви ги прачале таму. Значи, тоа убиство е едно. Таму е убиството од пластичарска и некои други. Ќе ги дефинираме, ќе се извинам. Според обвинителството, значи се цитира обвинителството, Марко заедно со неговиот соизвршител, значи двајца се. Така. Маскирани пристигнале во туристичкиот објект Ханиоти, се мисли, каде што бил сместен Байрами и се приближиле од отворена задна балконска врата. Марко со пиштол црвена застава, калибар 7,65 мм и со пригушувач испукал 11 куршуми во правец на оштетените. Тоа знаеш како се вака? Како да било обвинителството на лице место, па го кажа дека ова го знае. Во телото на врзбаза, на увид врзбаза. Нема увид. Од грчка полиција. Нашето обвинителство нема увид. И сега продолжат, нели, Байрон е припадник на Барон и така натаму. Значи, видите, Гани Марко не учествува во убиството на Орхан Байрами. Значи имаме ние некои докази што треба да се презентираат пред судот. Не сме стаснани до тој дел. Не ли би сакале тука еве да кажете? Има алиби дека не би. Ако на пример имате категорична изјава дека не комуницирал со судијата Ѓоко Ристов, дали во ова ситуација може да кажете Гани Марко дека не бил во Ханиоти? Значи имаме одредени докази што треба ние како одбрана да ги презентираме во случај. Има одредени индикации дека тој го донел возилото, но дека не учествувал во престрелката. Не. Значи возило прво нема таму. Со мотоцикл. Претходно возило кое е поминато преку граница. Во тоа возило е оружје и така натаму. Ајде, можете ли да презентирате? Обвинителството
се зборува за едно возило кое е дел од луѓето што се обвинети во вториот случај, поминувало преку граница и никогаш нема некоја поврзаност од онеја што го видов во доказите. Второ, за последното викаат дека влегол со возило, а излегол пешки. Каде е возилото во Грција? Кај исчезна? Око Зоран Заев. Доаѓа до граница, пешки ја поминал, кола го чека на другата страна. Не, овој влагат со возило во Грција, се враќаат назад пешки. Каде е возило во Грција ако останало? Исчезнало, тоа е возило на рентакар. На влезот на излезот од Македонија, на влез во Грција, тоа возило е рентакар. Бил ли Гани Туши или Марку во Грција во тој период? Не. Каде бил? Тоа не можам се уште да зборам, зашто не ни се изведени тие докази, ама него. Имаме доказ дека не не го запали возилото. Треба на одмор додам, јас немам ковија судиите, по 4 по 5 коли, по 4 по 5 коли да не се случи нешто. За Гани можам да ви тврдам дека срамоте со автобус сега на овие години да одам на. Не, за Гани можам да ви тврдам нити вас, нити на некој досега запалил возило, нити ќе запали. Добро. Сигурно може ли да прочитаме дел од CV-то? Може. Гани Марко се презивал Туша. Така. Ова пишат медиумите. Така е. Пред да го смени презимето, повратник е од Сирија, каде се борел во редовите на терористичката Ал-Нустра и е осомничен за ликвидација на Јетон Кривањова жила и Енес и синов Љаци, тој е во Шишабар. Тарата Скопска чаршија, нели, кај црквата Свети Спас. Обвинителството го ајде додиме со ред. Добро. Обвинителството го сомничеше Гани и уште еден, не сакам да спомнувам имиња. За убиството во Шишабар. Да, дека тие биле помагатели за да се изврши убиството. Да. И донесе одлука после неколку месеци истрага дека ја затворат истрагата, немаат доволно докази. И после од помагач, сега во оваа група го ставаат како извршител, обвинен. Кој го става? Обвинителството. Значи нема контрадикторна. Значи нема доволно докази. Значи според вас нема доволно докази за помалото дело. Го имам. И доказ имам. Можам да го објавам. И го теретат за поголемото дело. Не ни почнала истрага за Гани. Сте го прашале ли за убиството во Шишабар? Само вика дека е помагач, дека е донел колата. Добро. Ако Гани Туше или Марко важи за еден од најинформираните луѓе во Скопското подземје, тога сигурно предпоставува кој може да е извршител во Шишабар и во Ханиот. Не сте го прашале? Тој веројатно изнервиран да ви рече Јовица, па Перо го има убиено. Не сум јас. Џабе ме обвинуват мене. Господи. Ако Гани има такви информации, ние не сме држава. Па добро, еве го. Ако цела држава работи за Гани, а немаме ни еден обвинет од МОВАР, од разузнавање, од служби, од државни органи, знаете зашо ја прашам? Кои работеле по теорија на обвинителството? Па вие самите велите дека обвинителството вели дека тој Гани Марко е помоќен од сите нив, па викам Гани е држава, ајде да го прашаме Гани. Кој ги Гани е држава, не сме ние. Кој ги извршил овие две По логика, значи немаме држава, Гани е држава. Или Палчо е држава. Уште колку па горе доле може не се држава, ама се во служба на државата. И па како се држава работи за ним, им дава информации се, Палчо да избега Гани да се прикрива. Знаете Јовица што е? Од друга страна ги затворија двајцата. Знаете што е најтешко? Нема логика. Знаете што е најтешко да се разбере? Јас мислам дека обвинителството во немоќ на докази сака да прикаже дека цела држава работела за дека нема една држава. Кога говорам за службите, па дури и за подземјето, па и за врските на подземјето и на службите. Дека тоа е една лимбо, флуидна ситуација која се менува. Па имате во наводници таква држава на Дуи, па имате таква држава на Влен, па имате таква држава на Вамора, па имате таква. Па тој на 27 случувањето го видовме. Држава се бореше против држава. Држава маскирана против држава немаскирана и победи она немаскирана. Ако победеше маскираната, сија ќе беа херои. Училишта по нив ги крсте овие што беа организатори на настани 27 април. Тоа е цело време кажам дека ние сме едно такво трусно. Висината за 27 ќе излезе многу брзо. Се изми. Па еве и ако Мицковски, тој велеше ќе излезе. Ќе излезе, верувам ми дека ќе се пензионира уште малце, уште не е излезено. Кој има организирано? Ајде се вака. Пред да дојде ВМРО на власт, имаше техничка влада. Имаше. Излезе во медиуми и го снема случајот. Напишаа дека на кој случај? Од земените телефони од Грчец, се обидела некоја група во МВР да ги одземет и да извршат некои пораки. Се објави тоа по медиуми и таа работа ја нема никаде. Заради некои релации на многу
високи луѓе во држава, позиција или опозиција, што ви имале со нив. Може јас тука да Тоа заврши тука. Ништо од тоа. Може ли да ве преведам сега? Бидејќи публиката и не мора да е стручна да може да ве разбери што кажувате. Запленети се телефони при втората или третата акција во Грчаc, бидејќи едната беше пропадната. Па се сомничеа одредени обвинителки од претходниот состав дека биле на линија со кланот Грчаc и така натаму, и дека дојавиле дека ќе има одредена истрага. Има втора истрага која се заплените одредени телефони. Станува збор за Skype комуникација? Не знам каква комуникација. Во тие телефони имаше објавено дека се содржат бидејќи битни луѓе што комуницирале со луѓе. Бидејќи од опозиција и од власт. Бидејќи Франција ништо не открија. Дел од Skype комуникацијата, кој нив не име потребно. Европскиот суд за човекови права кој нив не има донесено по локалните држави да биде спуштена, каде што кажуваат дека незаконски се сите судења и во Франција и во Шпанија и секаде дека не се законски обезбедени и велја неволја. И целата таа екипа, кавачки, шкалјарски, секакви други кланови, одредени истраги кои се правени во Србија во поголем дел, помалце во Црна Гора, се врз база на таа Skype комуникација. Вела дека луѓето од претходната власт кои имаат информација од таа Skype комуникација, каде што се пресретнати разговори и на сегашни високи функционери, тогаш опозиционери со одредени криминални групи, може да ги оценуваат или да се пазарат, тие да не бидат санкционирани. Ги гледате, тргнуваат, се залетуваат, говорам за сегашната власт, стигнуваат до одредена точка. Ако фатат некој како во ова спортски риболов го фаќат па го пуштат, или воопшто ништо не прават. Пак ќе ти кажам, закуша се правда или неправда. Државата кажа. Закуша се држат едни со други? Веројатно се држат. Зато тргнале, објавиле случаи и како ништо да не било. За среќа го имам зачувано со слика од МВР, текстот насловот. Го имам зачувано во телефон. Дека е случајно ова и од тој ден, од тој момент, години, еве, штама. Добро, господин Страшевски, сигурно за да можам нели да финиширам, чисто да ја прашам. Вашите ингеренции како адвокат е да докажете дека вашиот клиент е невин? Не. Моите ингеренции како адвокат се да ги разгледам доказите. Добро. Кои докази ни одат во прилог, кои не ни одат. Да си поставуваме прашања, да некој доказ го обезличуваме дека е таков или не е таков. Да пробаме обвинителството да ни докаже дека е така. Од 90% случаите не завршуваат во процедура и постапка поради одредена неправилност, одредени грешки, датум, место и така натаму. Во последниот случај Бела Ноца јуниор што го. Добро. Тој вториот. Идат сведоци на обвинителство. Добро. И вика, ако мислите за господинот во белата мајца, не беше тој на ликот и на описот кој беше човекот што пукаше на пластичарска. Дечкото доби 20 годишна казна. Имаше еден случај. 12 години доби за помагање, 13 години за убиството за Оки, а за тоа. Ова е сега што го читате. Ова е 14-ти, значи 14/7/2020. На 13/7 беше објавено. Значи истиот ден кога сега ако направиме паралела, рочиштето нели што ви го цитирам со Ѓоко Ристов, ова значи објавена е пресудата. Ако ние одиме по логика дека луѓе од Грчаc, добро, со толкова количество на со двојно убиство беа осудени помалку од 10 години. Детево добиваат казна. Тројца сеченови на Бела Ноца. Едниот добива 20 годишна казна. Затворски казни. Јави Телма. 20 годишна казна, од кои 13 години за убиство на пластичарска, 12 години за помагање за Грција убиството. Ева како вели. Еден од нив. Кај правната држава? Еден од нив доби 20 години затвор. Еден од. Тој ќе доби тој. Ама со единствена казна на 20. А друг 11 години за злосторничко здружување поврзано со убиството Норхен Барами Оки. Така. Лидер на спротиставената наркобанда Дукјанеш Грчаc, како убиството на пластичарската кога загина 29 годишна. И за тој е осуден исто, за помагање му даваат за убиството кај Оки и блогер. Вака сега. За Оки убиството не му даваат 11 години и 2 му даваат за злосторничко 13, единствена 11. Добро. На другово дете без ниеден доказ на муабетите што ги прават Фатма Ајети, дека ги познаваат, дека ги видел. Фатма Ајети или Тоти. Да. Е скаран со Гани Марко или не е скаран? Тие според пишување, според експертите, според познавачите, јас не се сметам, нели? Според познавачите на Скопското поземје, има две групи. Бела Ноца
Илија Рачиново, тоа е Белановце селото, па се симнале во Рачиново, затоа се нарекува Белановце, италијански малку да звучи. Барон Екафич, како велат кога е денот на убиството на таткото на Гани Марков, е нападнат и неговиот кафич или кафуле барон, Скопско, односно Чајрли, Топанско поле, тамо е. Значи, и Грчес Дукјанџик се сметала секогаш блиску до Влен, поранешниот и сегашен градоначалник на општина Чајри, така. И тука кога сме се. Барон Беланоца, информациите кои стигна до мене дека преку одредени луѓе и структури блиски на ВМРО ДПМН уште пред изборите 2024 година воспоставиле комуникација со одредени лидери на таа партија или високи функционери. Барон Беланоца воспоставиле или спротивната страна? Барон. Не, ако гледаме насловот што ви го спомнувам, пишуваше дека Грчец имало воспоставено со тогашната опозиција и власт. И тие телефони биле најдени каде што одредени вработени во МВР пробале да ги земат и да ги извршат тие докази. И тука заврши. Грчец ги обвинува дека се со СДСМ, па ги обвинува. Иначе вака, Гани Марко објави слики Добро. за Изет Меджити. Дека разговарат со одреден на личност, како да влијаат врз дивката и дека е завршена со обвинителката работата, односно почнала да слуша. Јас лично имав изјава после тоа. Ме праша новинарите и вака кажа. Значи објавува Гани Марко на судење. Објавува снимки, слики. од Изет Меджити. Слики. Градоначалник на Чаир, претходно вице-премиер. Во тоа време беше вице-премиер и министер. И министер за Така. Ги објавуваат Гани сликите животна средина. На судење. Јас повикав, мислам, искрено, јас сум ВМРО ДПМН и тоа не го кријам. Изет Меджити коалиционен партнер на ВМРО. И тоа е ВМРО ДПМН. И јас повикав јавно. И тоа требаше да се расчисти. Ако не сакаше јавно да зборуваат дали Меджити, дали Гани, дали да се затвори седницата. Требаше тука да има прекин. Да се испразни. Заради тоа што по таков допрен глас, јавно обвинет, прашање и кредибилитет на решавање на обвинител и на судија. Заради тоа што тие се спомнати јавно во порака што обвинет. Тоа е спрега. Да, и тука требаше судењето да прекине. Не знам дали може да се дефинира како злосторичко здружување, но судењето требаше да прекине и тоа да се испитат. И да се утврди дали Гани лаже или зборува вистина. И за Изет Меджити, јас да бев на негово место, јас сам че побарав да се тоа расчисти, заради неа си оставам црна дамка на мене. И се извинувам. Сега Гани Марко е толку способен. Видео снимка од Изет Меджити, обвинителка, да објави, а не знае кој е Шишабар, не знае кој е Ханиоти. И зошто, например, во Скопското подземје или овие кои се зашто би знаел кои се смета, па добро, вие гледате, мокен играч, мокен човек. Цела држава работи за Цела држава работи за него. Па дури значи Гани е држава. Дури во Скопското. Ние немаме држава, дури Гани во Скопското подземје. држава. Од каде тие шпекулации во Скопското подземје? Дека тоа е кетеринг. Само послужување, односно главниот пукач. Тука и за целиот регион. Седиме во судница 4 сати, слушаме како внукот на Фатлиум и Аети нарачуваат јадење за Фатлиум, за роденденот од Фатлиум и како се договарат со кафаната кај што го нарачуваат да му дадат 10% попуст. Не мислев кетеринг од тој тип. И ние во тоа го слушаме 4 сати на судење. Доказ. Што доказ е тоа? Договор. Ја мислев внукот на Фатлиум. На друг тип на услуги, односно кетеринг. Ама ако е тој таков кетеринг да работи цела држава за Гани и за Палчо да го информираат да избегат, тогаш ние немаме држава, пак ќе кажам. Тогаш сериозно треба да се замислиме што правиме со држава. Кога му истекува казната на Гани Марко? Која казна? Па таа за која е сега во. Нема, таа е за казната за која беше осуден една година за тепачка, таа заврши. Како веле? Сега е во притвор. На денот кога му е потврдот казната се откажуваат за еден случај поради недостиг нели и му дават друг случај за да го држат во притвор. Покренуваат постапка за Гани Марко како помагач за Шишабар. За Шишабар. Едниот го пуштаат, Гани го оставаат уште 2 месеци во притвор и обвинителството бара само да се укине мерката притвор за Гани Марко, бидејќи завршува таа истрага. Тоа го поднесува во 8:20 идат за друго дело поднесуваат на 5 минути во исто обвинителство, не можат да се договорат. Обвинителеви не знаат за кој случај се работи, не е познат Гани. Едните носат да се ослободи од притвор, другите носат да му се стави мерка притвор. Гани Марко во наводници станал познат после оној телефонски разговор кој го снима Раде Штекли
вози, нели, кон Топанско поле или кон Чаер и додека вози, како вели овоше да купи зеленчук, многу вежбал, му треба нели овоше и зеленчук, му се јавува на Гани Марко. Брату, како си, брату, што правиш и така натаму и така натаму. И тој разговор го пушта во јавност, го пушта во етер. И тогаш ние разбираме дека Раде Штекли, кој едва преживува два обиди за убиство, едниот во Истгейт, кога висок функционер на американскиот Стейт Департмент е присутен тука во Република Македонија, убиецот успева да шмугне, да избега тука, да се скрие негдека во тие објекти, дека Раде Штекли и Гани Марко се во одлична комуникација. Биле, не во преодлична, биле во комуникација, Гани ми го има тоа признато, меѓутоа заради одредени работи неколку години наназад ми има кажано дека нема. Сега вие сметате дека Беланоца и Рачиново не се во сојужништво? Со Баро не. Не се во... Не. Со Гани не. Со Гани не се. Прво запознавање на Фатлиум и Гани е во притвор. Кога Гани е во притвор. Може би ли тамо да се направени основи на едно сојузништво или пријателство? По мене не. По вас не. По тоа ја што го знам и што имам разговарано. Зошто, на пример, толку напори да биде обвинет тој човек? Паско, Фатлиум зборува на телефон дека е нарачател на убиството на Оки. Дека платил, кај Гани, 20.000, 50.000. Тој е тоти, значи тој е првиот човек на Беланоца, така, да го дефинира. Така. Во еден момент презентира обвинителството снимка каде што Фатлиум му вика на одреден соговорник: "Абе, слушнав го утепале Оки. Ако јас сум организатор, не можам да слушнам, треба да знам." Добро, Страшевски, како комуницирате со овие луѓе? Нормално. Отворени се со вас? Да. Колку хонорари им зимате, ако не е тајна? Вака да ви кажам. Јас со сите клиенти разговарам отворено. И нив без пари? И можам да ви кажам најотворено дека Добро. сум им кажал на сите мои клиенти. Јас како адвокат професионално морам да ја знам, ако ништо поише, барем 90% вистина. Да ја разговараат со мене, зашто неспремен нема да прифатам да одам на судење. Со сите досега мои клиенти сум бил така. Имам во моја кариера откажано 3-4 полномошна, каде што и сум пишал дека е од лични причини, заради тоа што клиентите не сакали искрено. Му ветува ли некој на Гани Марко дека ќе го ослободи? Не. Бидејќи има и такви спекулирања, дека му е ветено дека ќе биде ослободен и дека сега е нервозен, бидејќи тоа што му е ветено не е испорачено. Не. Може ли да искористиме ние моментум кога е тој нервозен и разочаран, да отвори уста и да каже тоа што... Сум го видел и во такви ситуации, значи му праја политичка тортура, го прача во самици, во Битола, во Штип, му одземаа телефони, го нападна еднаш, го повредија, без никаква причина. Значи жртва е Гани Марко. Не е жртва, ја ви кажувам сега. И сега, еве, последниве случувања во затворот во Шутка, значи самите затвореници на Народниот правобранител му се жалеа, дека влегуваат натре маскирани. Дали се од интервентна, дали се од ЕБАРА, не знам, дали се од овие, од Управа за санкции, влегуваат натре, им го газат јадењето, им растураат све, ги фрлат. Јас мислам, господине Страшевски, дека би требало кога Гани Марко ќе излезе на слобода, значи не на топол оброк 3 пати на ден, добро кафе правиме тука, кока-кола јеме добра. Водата е купечка, не е чешмовача, така да може да го донесете на едно интервју, каде што би можел да ги каже сите овие работи. Ветувам дека ако еве еден ден излезе, има правда, да речем, или се докаже или не се докаже, дека Гани Марко ќе дојде да биде... Одговара ли масава тука, одговара ли или да искречиме, да направиме? Одговара. Не е толку пребирлив. Не е пребирлив толку. Па добро, се човекот држава. Дури можам да ви кажам дека помокено држава знам и го имам видено каде што сами одработел на багер, возел камион во фирмата кај што си ја имал и така. И добро, еве 3 случаи. Гани Марко, пиеме Пулс, пиеме Лјупчо Палевски Палчо. И што можеме ние како НЗС? Еве публика не гледа. Летни одмори и така натаму, но 70-80-100 повеќе од 100 луѓе ќе ја погледат емисијата. Што треба таа публика да заклучи? Спомнуваме убиства, луѓе, пари, местенки, оружје, испреплетени власт и други институции. И немам право да бранам кривични дела. Јас бранам постапка, процедура. Тоа е нашата работа како адвокати основна. Тоа ти е исто на доктор да му однесат дали е терорист или не е ранет, тој да вика го оперирам или не го оперирам. Мора да го оперира. И ние, ако не сум ја, ќе биде друг адвокат.
Нашата работа како адвокати е правната процедура. Да е постапката да ја запазиме, да предлагаме докази на одбраната и да се спротивставуваме на доказите на обвинителството. Обвинителството е тоа што треба да ги докаже и овие и сите случаи. Зашто ова ви го зборам? Ако помине за Палчо на мала врата нешто, ако помине за Гани на мала врата нешто, утре може да помине за вас и за мене и за било кој друг обичен смртник, што не го знае никој. Тоа е нашата работа како адвокати, ние да се спротивставиме на таквите недокажани работи кои се случуваат и затоа ние довербата 2% во тоа состојба. Господин Страшевски. Мора да има ред. Од овој тип на играчи кога Гани Марко, хонорарите со 3, со 4, со 5. Или тоа е деловна политика меѓу нас. Не ви кажувам бројка, 5 нули, колку нули има? Нема нули. Нема нули. Сега за без нули. За без нули никој не работи. Може се со единици, со двојки. Све единици. Све единици. Може да се напиша тамо на број. Тоа е моја деловна работа со нив и не би разговарал на тоа. Еве на телефон кој треба да имате шифри од 6 бројки, па на овие другите имате шифри од 4, на пример. Еве со 6 бројки. Дали кажав, тоа е деловна политика меѓу мене и него и тоа што сме го разговарале. И уште нешто е, уште едно прашање, 1 сат и 43 минути. Фехми Стафа. Нели имавме пред неколку недели интервју со сопругата на Ѓо Користов и нели цитирав одредени делови тамо дека Фехми Стафа обележани пари од сестрата на Љупчо Пецов Ѓаволот кои му се дадени за да биде ослободен нејзиниот брат. Еве вие како адвокат кој кажувате дека вие сте неутрални, дека вие може да направите за вашиот клиент све што ќе ви каже или ќе ви побара и така натаму и така натаму. Каде е вината на адвокат кој зима еве 50.000 евра или 100.000 евра? Наш законот. Значи, ако адвокат добие 100.000 евра и му рече на клиентот, ќе направам се да платам судија да ве ослободи, кај е вината на адвокатот? Ако вие така ја поставите работата. По законот за адвокатура ние имаме право минимално да наплатиме по адвокатска тарифа или во договор со клиентот. Добро. Секој адвокат може да се договори со секој клиент за цената на неговите услуги. Ако еве во Феми Стафа го спомнуваме, можеби сакал да заработи пари, можеби им мислел дека има таква моќ. Меѓутоа, неговата одговорност дека побарал за на нешто средит, а без при тоа да имаме доказ дали ги средил, ги дал за Джоко или за некој, немаме таков доказ и него го обвинува, по мене тоа обвинение не е основано. Второ. И лош пример даате бе. Сигурно господине Страшевски. Ма не можеш лош пример да даеш. Многу лош пример. Па сите овие што се градежни работници без работа ќе останат ако почнете вие како адвокати, како суди да штемувате зидо и пари да копате тамо. Банките ќе останат без работа. Не можам да наваѓам во тоа како финансиски институции ќе останат без работа. И кога ќе останете без работа, ќе мора политика да се вратите. Јас сум немал многу судења, сум имал дел од судења, каде што Ѓо Користов многу пресуди ми ги одбил, некој ги потврдил, меѓутоа јас лично немам лошо мислење. Како судија и квалитетен судија. За него. Можам тоа да го кажам отворено. Сте немале транге-франге? Не. Тврдам дека не. Не сте важеле за негов адвокат. Други важеле, еден, некој од нив може ги одбрал да го бранат. Или коректна комуникација имам. Јас имам коректна комуникација со сите. Господин Страшевски, од кога ќе ги заврши тој работи, планирате во политика да се вратите? Па јас сум во политика на еден начин, не сум се тргнал, ако не се согласувам со моменталното раководство, не значи дека вие сте ВМРО ДПМН. Да. Вие сте член на извршен комитет на Никола Груевски. Така. Имате релации со Никола Груевски? Да. Не го кријам тоа, сум кажал дека и комуникација сум имал и за предметите за кои сум бил негов адвокат и за некој друго и знам и да го слушнам и да се честитаме празници, тоа не го кријам и не се срамам од тоа да го кажам. За разлика од некои други што комуницираат и се кријат. Каква е неговата состојба сега во Будимпешта? Се смени власта, па Виктор Орбан стравува дека може да биде екстрадиран назад во Република Македонија? Така да ви кажам, значи познавајќи го Никола Груевски, мислам дека и вие го познавате, дека сигурно не отиде тој во Будимпешта за да таа постапка ја направи нерегуларна и за да утре може да биде екстрадиран. Може уште 3 власти да се спремат, таму јас мислам дека таа постапка е направена правно перфектна и дека без разлика кој е на власт, дека тоа е многу тешко да го растури. Имаш една текстена анализа во угледен часопис кај што вела дека ја фала тоа малку Гордана Селјановска-Давкова и вела дека Јовица Страшевски, кој има прозападни вредности, адвокат и поранешен
дел на раководството на ВМРО ДПМН дека е еден од новите лица во политиката. Имате амбиции да бидете едно од новите лица во политиката? Вака, јас не сум ново лице во политиката. Јас го видов извештајот, значи што беше објавен во еден престижен амерички весник е објавен. Значи тоа е една анализа за цел Балкан, има за сите балкански држави. За сите има за Босна и Херцеговина, за други така за тоа што Босна и можете да го Херцеговина, видите. Србија, Косово, повеќе се тука држави што се на Балканот на офатени и ми годи тоа што е така, меѓутоа би кажал, тоа е дел од мојот труд кој јас сум го вложил во себе, во државата и во партијата, почита што ја имам изградено меѓу граѓаните и мене како изгледа тоа. Да, го имам видено на тој извештај. Еве како изгледа. И авторот е доста познат човек. Има тука и за Македонија, еве македонско знаме, па така, одредени фотографии од Скопје 2014 и така натаму. Мене ми годи тоа што е напишано и што еве сум добил едно меѓународно признание да кажам, каде што некој се одважил да напише некој збор добар за мене, меѓутоа сепак би се задржал на тоа дека сето тоа јас сум го постигнал тука во Македонија и сум почитуван од граѓаните и ќе се потрудам тоа секогаш да остане така. Страшевски, потврдивте ли овие 2 години на власт? По мене во многу работи, да. Бидејќи имаше еден колапс на системот во време на СДСМ, на Димитар Ковачевски, Артан Груби, па фудбал на мали голчиња, нели? Али Ахмет и Артан Груби беа синоним, персонификација на нефункционирање на системот, на омаловажување на македонците во сопствената држава и така натаму и така натаму. И тој Артан Груби доаѓа насмеан на македонско-косовската граница и додека браќата се во затвори, тој е испратен во домашен притвор. Значи, цела кампања ВМРО е водеше. Ке не ослободи. Зошто ако имаат докази за Артан Груби, него за притвори? Нели? По мене нема докази само Артан Груби учествувал во многу процеси. Како резултат на тие процеси, тие луѓе се или затворени, или диво населје и така натаму. Да ги дели осумничени Артан Груби или обвинети кој е? Артан Груби сега или има доказ, стравува, или нема. Без разлика кој е. Стравува дека може во затвор да му се случи нешто. И дека поради тоа е ставен во домашен притвор. После беше Стафа е во притвор. Џоко Ристов е во домашен притвор. Во домашен притвор, Џаволот истото тоа обвинителство кој ги обвинува овие двајца даде позитивна препорака Џаволот да не оди во притвор. Ај, логика, НЗС најдеме. И добро, вие пошто сте там, се работи за адвокатот во притвор што побарал пари, се пари за разлика, зашо го даваат се работи за разлика во пари или во разлика во ставови? Немаме држава правна, Моцко. Добро. Значи поминуваме како цело време го збориме тоа. Значи не знаат по мене. И јас мислам дека треба сериозни реформи во судството да се направи во обвинителство во се. Дури и кај нас адвокат. Вие во политиката ќе влезете чекајќи го Груевски да се врати или нема да го чекате ке си? Не. Значи јас ви кажав, нити за Груевски, нити за Мицкоски, нити за Лјупџо Георгиевски, нити во некој нареден што ви дошол, не се врзнам за лидери. Мицкоски е категоричен дека ќе му вие бевте први кој кажавте дека и он тоа барање за мери од Конгрес и така натаму дека нема да го поддржи. Дека нема да го поддржи. Сите од мериот се таму се. Сите од мериот се врати. Да. Дури дел од мериот кои беа главни гласноговорници, сега се сопсеници на одредени градежни фирми, па има што е тука смртен случај во Кисела вода, никој ништо не говори, сите молчат и така натаму и така натаму. Се на добри позиции во партијата. Сите издоговорени, сите направени, хотелот не е диво град. Дали ви кажав во емисија кај вас дека ако сакаше коалицијата Мериот да го смени Мицкоски, немаше да биде лидер. Немаше да биде лидер, така. Лесно ќе можеше тоа. Се беше кај таа коалиција, браце. Мицко немаше ништо, браце. 2029 година истекува мандатот, како што сега говори Христан Мицкоски, третиот последователен мандат, 2017. Нема трет, два може да има. Па трет станува збор, нели? Не, трет нема. Тој два мандати, трет нема. 2017, па 2021, па 2025 и му истекува 2029 година. И толку, не може више да се кандидира. Не може да се кандидира. Значи 17-25, значи 3 тоа ќе биде трет мандат, така пише во Остав. Може уште еден, како вели трет, но како беше таа една формулација повеќе од 50 или 80%. Не знам, ние сме за жал единствена партија во државава што направивме на статутарни измени и сме единствена, мислам, со презнакот партија во Република Северна Македонија. Мислам дека да. И тоа го направи како прв човек на статутарната комисија Панче Тошковски и веројатно тоа му беше една од влезниците кај меѓународна заедница за да биде така форсиран или фаворизиран во политичките процеси.
Ке чекате 2029 година да му истече мандатот или нешто мислите порано? Јас ви кажав дека и минатиот пат кога разговаравме на таа тема, дека јас не сум се откажал од моите амбиции и идеи. Честно си ја вршам мојата обврска и како адвокат, но и спрема членството во партијата, имам доста голема почит. Чест ми е што добивам и некои меѓународни признанија, меѓутоа сепак меѓународните признанија се за мојата политика, дека не сум едно признание дека не сум локален политичар, дека и надвор ги признаваат моите дела кои ги правам, меѓутоа најинтересно што е тоа што мене ме горде дека јас имам доста признание од моето членство, почит и се што правам во интерес на Република Македонија. Страшно гледате, имате Мериот, па имате Лимак. Како во хотели да се прават главните заврзлами од Панорама почна, нели, па се спушти тука доле во поранешен Гранд Хотел Holiday Inn во центурот на Скопје, таму избран или односно потврден е мандатот на Никола Груевски, да не се хотелите, нема да има политичка сцена во Република Македонија. Па на некој начин така изгледа. Фала многу. Добар одмор. Фала. Се гледаме од септември, октомври, не дај Боже да имате некој нов случај за да може тука да го гостувате, за да повеќе да говориме за политика. Не, еве искрено да ви кажам, и Гани Марко го чекаме, Гани Марко. Јас ви кажам прво излегување на Гани, јас ветувам дека ќе го донесам. Сега го бранам и случајов, сум бранител во случајов управа за јавни приходи и уште еден тотално неспремен случај на страна на обвинителство. Тврдам. Ќе видиме, ќе ги следиме тие случаи. Тврдам дека е така, тотално неспремен, неподготвен случај, ги обвинуваат за нешто што самите побарале автентично толкување од собрание и автентичното толкување го потврдува работењето на обвинетите. Фала многу среќа, се гледаме. Благодарам. Ова беше интервјуто со Ивица Страшевски, јас сум Васко Ефтов, се надам дека ви се допадне интервјуто, всушност сум сигурен дека ви се допадне интервјуто. Ново дружење со оние кои се мембарси на емисијата во Центар, вторник 20 часот и 30 минути, со редовните гледачи наредната недела во 22 часот, до вторник и до недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.